Здрастите! Ние сме Miniature War Gaming заедницата Воен Чекан. А вие гледате Дебели Гикови! Дебели Гикови! Значи, секоја емисија најавата ни е по-кринч и по-кринч. Да умре човек, бе. Ако Умре, бе, ако брат, умре- ако ти се умираш, ти кажем. Ако умре некој од нас ќе биде само тоа да знаеш. Не, Не, брат, има Ќе го и ношиме по-лоши има Ќе го од нас, ношиме брат. на душа. Има и по-лоши од нас, Ама да не ги не, најавуваме. ама не се кажува. Да не им правиме промоција. На гости Милан презиме брат Тасевски. Тасевски. Аркона Games. Така е. Првото македонско студио за друштвени игри. Да, тоа се убаво. Тоа Па, е прва игра, ама прва игра, да, Arcona Games, прва игра направивме на Kickstarter, така практично да кажам. Во нешто што сме прво студио, па паралелно со други дечки, нели, со Final Frontier, мислам дека тука негде сме. Така, иако ако гледаме според тоа, например, која игра била прва на Kickstarter, ние Small Star Empires беше првата игра Ова е тоа таа. време. Дечки, ова е не- таа, знаете. Не дека нели е надпревар или нешто, ама Да. така, чисто како интересен момент во македонската гейминг, да кажам, за да запознаеме. заедница. Да. Така. Да запознаеме и ние гледачите малце повише, дали може да ни се представиш по-детално кој си, што си, Да. што правиш. Да, јас сум Милан Тасевски, значи јас сум еден од основачите на Arcona Games, компанија за издавање на друштвени игри. Значи работиме на друштвени игри и на нивното издавање и на креирање, девелопирање, нели секој аспект што опфаќа под издавање на друштвени игри веќе од кога таму 2000, па да кажам 2000. Ајде, ако го фатиме тој момент на која прва кампања нели била од Македонија, Small Star кога излезе на Kickstarter беше 2016, така да од 2016 практично сме почнати. Значи, душа малци 10 години. Уша малце 10 годишни да ќе правиме на Arcona. А со тој сакаме да правиме баш на Small Star 10 години. Некои идеи имаме како можеме тоа да го изведеме. 10 души да играат симултано. Види, тоа е многу добра идеја, реално за 10 години 10 За души. 10 годишни, 10 И души. да знаеш дека е возможно, Аха. има финти играва што сам Мислам дека се месат мапите. така модуларна е многу кај што можеш да направиш практично да земеш 2-3 копии и да ги споиш и буквално може да се деси тоа да го направат. Да играат поише луѓе. Добра идеја, да, ќе го размислам да знаеш. Ќе треба да отидам утре на работа. И лайв да иде, стрим да има. Може, Лайв. да, лайв стримова везна, да. Гледаш убаво студио, имате тука. Топ. Пецо отворено за сите, така да. Да. Може да скажеш малце почетоците на Аркона. Да. Како да Значи, до идеја. колку, да, и тој колку ти било тешко дека сепак не е ли сме Македонија и Така. Чекај, на целиот тешкото ти пат отиде. тој од Тешкото, да, одман, не може од- македончата. Од почетокот, не, сега кажам од почетокот па до се да кажам до денес, еде. Па да, види, како почнав, прво, еве јас за себе, нели, тоа исто ме праша, не, можеби не докажав. Геймер сум цел живот, значи од мал буквално, баш тоа преска, нели, дискутиравме, Nintendo, компјутери, све тоа сум го фатил тој период на, да кажам, кога се тоа се случуваше, нели? Златното време. Златното време на геймање, да кажам, да, за мене онака еден, да кажам, цел живот инспирација ми било мене игрите, да правам нешто, нели. И буквално со самиот гейм дизајн, не знам, се занимавам долго време зборам, па можам слободно да кажам дури од деца кога бевме мали. И тоа од времето на Nintendo сме правеле игри, значи буквално со деца во другари низ мало што ми беа. И тоа секако ќе размислам, дури добри игри сме направиле, не се зезам. Значи нека низ призмата на сеа она што го знам, нели? Стварно сме правиле интересни игри, солидни игри за тоа време, сме си ги играле нормално ние меѓу себе, нели? Чекај, друштвени игри? Друштвени, значи сега зборам, нели она со Snakes and Ladders е онака да кажам прилично позната. Такви сме правеле, тоа ајде окей, мање више. Сме правеле. Да не ги чуваш тие као Не ги чувам, значи тоа ми е криво, никој не ги чува, ги неаве тие, треба 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 од меморија нешто сега да извадиш, тоа е само. Сме правеле игри од мали, значи буквално и тоа добри интересни игри што сме ги играле нели меѓу себе. И така некако патот ме води, да кажам, цел живот да така некако кон тоа сум нон-стоп наклонет и фокусиран.
меѓувреме не знам почнав архитектура да студирам. Тоа исто ми беше една да кажам пасија у животот. Едноставно првата година помина солидно, нели си ја помина, ама сватив дека не сакам со тоа да се бавам. Така. Да, и некако паралелно почнав и со игри малце посериозно да се бавам, да кажам, со тој дизајн, ама се ми било на гейм дизајнер, сега вака поново време така сите го зборат тоа, кога си тазе гейм дизајнер, тешко ти е, не сакаш, не ти е лесно да идеш да му покажеш на некоја идеја, знаеш, онака се сомневаш да кажам во себе си, дали е добра идеја, ќе му се свија или на некој играва. Не ти зборео дома, бе, остај тоа игри, ти иди факултет земи. Тоа е најако, значи не. Црте згради. Не, Црте згради. Не, можам да кажам за дома дека не ми збореле, значи од секогаш сум бил поддржан од моите, така да тоа ми било секогаш и онака да кажам супер. Значи еве и татко ми и мајка ми што се вика ми купувале игри, буквално сум играл Battleship Комал, Risk, сум имал такви некои работи што уште толку онака донале на целава работа, нели, да си некако си игри поврзан. И така, не знам, така едноставно се движеше патот за мене, мислам така идеше патот за мене понатаму. После се вработив во Сивус во 2014 и они сега не знам како што има таму, како им се вика тој делот за гейминг што работат. Тоа е гейм дизајн мислам. Ама да, они сега не знам. Стварно не сум видел одамна, нели имаат некој дел education, некој дел има нели баш што прават игри. Да, во моментот тогаш работеа на Јаци, ова јам нели играва. Така, тогаш се приклучив на еден тим, супер дечки нели, како се вика и таму работев година дена гейм дизајн. У меѓувреме аплицирав и во меѓувреме и за Нордеус да работам. Нордеус не знам дали ви текна овие дечки да се топ 11 нели. И некако за среќа моја па не испадна тоа. Нели тој дел. У меѓувреме си ја развива Small Star Empires и така некако почна приказна околу Small Star Empires. Нормално у Гоблин одев цело време нели Како сите нас. како да, јас сум од Гоблин дете, таму израснав исто со многу од да кажам луѓе што ги знам, од таму се знам. Нели место кај што е да кажам храм на борд геймингот и на игрите, на друштвените игри, да. И тука да, морам да кажам на пример Скар нели од Гоблин дека многу ми помогна пошто он ми беше некаков ветер у грб као ајде бе дај да дојде да тестираме, да пробаме, да видиме овона. У тој момент беше многу интересно, го гледавме, го осознававме Kickstarter, ја осознававме како платформа нели краудфандингов. И буквално дојде еден логички момент као абе имаме игра, дај да видиме некако, дај Kickstarter да направиме. За ти тоа што кажа, тоа тешкото што беше тука е не можеш да направиш Kickstarter од Македонија, значи уште важи тоа после 10 години скоро. Стварно? Значи не можеш да отвориш ти Kickstarter од Македонија, да. Па зашо кажавте дека сме Убаво си Македонија кажа ти, мора не, да не, е тешко брат. Убаво си кажа. Значи ти, не така. може да е Уште лесно уште у не може. Македонија. Јас стварно уште мислам не знам дека уште не може. Македонија си брат. Па не, гледај сега, знаеш, PayPal не работи, не Точно, функционира. да. Зашо Kickstarter? Функционира, ама не можеш пари да извадиш, можеш да плаќаш. Да, Постои, за ама не плаќање, функционира. Така, не можеш да примаш пари, нели? Добре, сега тоа да не навлагаме нели Мене тие ми детали. Чудно што Netflix и Disney ги Да, QT бација. имаме. Имаме нешто, не се. Така, тоа почна и сега муабетов беше околу Kickstarterов. Како да направам Kickstarter ако не можам нели од тука. Да. И се распрашав нели натаму нааму по форуми, па не знам кај све не, кај тоа време кај било. И Родени од странство. така испадна работава на крај, да, значи у тој момент стапам у контакт со родичето ми што живее во Австралија, што ми е сега партнер уствари во фирмата и си функционираме од тогаш скоро колку 10 години нели. Буквално така беше и му викам слушај вака викам дај да сакам да пробам викам Kickstarter да направиме. Ми треба викам само банка ми треба од странство што и ми треба да можам да го правам проектот преку друга земја. Живее во Австралија, нели? И ајде бе важи да пробаме да видиме што работи. И буквално како експеримент некој беше. Ајде да пробаме. Направивме Kickstarter, све тоа успешен нели. Funded, топ, супер. Што понатаму. И сега почна да се развива идеи што како нели. И што знам еве, после 8 години развивање на тие идеи уште работиме нели на развивање на што правиме нели као компанија, ама можам да кажам сам еве после тие години јас сум да кажам за себе, барем многу сум задоволен на тоа што сме го постигнале. Така да Што ти беше прва боргейм? што прва боргейм што сум играл? Да.
Тоа е тешко прашање, ама Сеќаваш. Ако ако се се сеќаваш. сеќавам, да, Е, ама што ти е што се сеќаваш? па не, можам слободно да кажам дека ете риск сум играл многу. Јас увек сум бил лик што сака стратегии и такви ствари. Значи ризико, онака ми била вау, као. Секој пат ако можам, секој пат ќе играм, ти текне. И така, едноставно тоа можеби Монопол сум играл нели порано многу. Не лути се човече. Не лути се 100% човече, ти сите била тие, права. да, значи да, На и- сите ни е прва не лути се. Значи човече. не можам да памтам затоа што еве можеби моите играле со мене помалку кога сум бил, не знам, ама еве од син ми се знам дека оно 3 месеци игра нешто со мене чепка, така да ти текне него ако го прашаш Да, виднина нема да знае. знае сигурно Да, кој е прва. Не знам, може ми Не знам, беше 100 години. Small Star. Најверојатно Empire, Small не Star, знам. најверојатно Small Star. Така. Кажи ми колку игри имате направено и издадено како Аркона да се? Па, значи направено, издадено. Барем 8 мислам дека имаме. Ако ги броиме, значи Small Star, Small Samurai, Small Railroad, таа се 3, Galactic Warlords, Magna Roma 5, Pest, Philharmonics, дали нешто пропуштам, Light in the Dark, 8 мислам дека се у моментов. Да, како проекти на краудфандинг имаме малце поише направено затоа што некои од проектите па што ги правевме не беа нова игра, него беа окей, експанзија правиме за друга игра, правиме краудфандинг И пак околу таа. заборим се. Како? Галактик мислам за. Не, кажав Галактик, мислам дека ја кажав. Мислам дека се 8 игри плюс експанзии околу тие игри Така. што сме правеле, значи доста, мислам имаме доста производи у каталог онака да кажам. 10 се, сега не знам, ја гледам по страна, сега не знам две. Епа, ако не- две од тие горните две не се уште издадени практично. Аха, Тие се сега што аха, ќе е, излагаат па, нареднава година, готово да. е, па да, значи да. добро. Така. 8. Да, Пу. 8 игри со уште две што ќе излезат наредна година и така, нели понатаму што ќе радат. Тај моца го фатиме првото детенце Small Star. Ајде. Ке да ја оставиме. Оги стави го на средина, брат. Пецо, ајде да пробаме новата камера, мислам Ама стар. как се овде Добро е, фазовали стри. да бакмам. Чек. Како сакате, не не знам. Ќе направиме. Тадни го тоа и тоа. така. Ето така, тама. Не бе, не мора да отвориш, само Не бе, зашо ќе отвориме Ајде. што? unboxing. Еве, ова е као Колку време го правеше Small Star Empires? Small Star Empires колку време ја правев? Па Че? Тоа знам колку време ја правев, не знам искрено да ти кажам. Можеби година дена минимум. Што ме Ама- интересира, друштвени игри во овој стил, колку време му е потребно? И тоест ти ја правеше сам или имаш Значи, помош? се зависи од тоа што даваш ти, што вложуваш ти, нели, колку време сакаш да вложиш. Ти можеш ако сакаш да правиш игра саа време у Така. неделата и ќе ти треба 20 години може. Така. Да, управо си. Така да за ова да го направам на пример ми беше потребно па можеби околу година дена зборам, ама пак тоа не го опфаќа целиот процес на тоа што значи ти да направиш игра уствари. Да ја издадеш, да ја произведеш, нели. Тука има доста работи што се надвор од она ја нацртав играва или ги смислив правилата. Така. И што после тоа, што ако си го направил? па, не. Механики едно друго. Тие тоа зборам, еве, тие си ги направил, си ги завршил, сите правила си ги напишал, нели? Сите све ти е спремна графика, ама што после тоа? Значи има уште толку ствари што треба да ги направиш, за ти уствари играта да изводиш на пазар или да ја има, да се продава, производство, тука стои. Вака така ја направив ја со ова. Си ја намести чиста работа. Логистика, нели, Така. транспорт, Да, да одредиш, па тука има веќе влагаш у ствари као царина, пошто све ова се произведе во Кина. Тоа мора да се напомена. Производство е Да. скроз Кина. Да, Кај нас да. нешто? Па нема, за жал, мислам нема. И, можеш да направиш нешто кај нас, не дека не, и тоа сега вака после. Ја тогаш за Small Star кога барав уште пред 8 години, практично и немаше луѓе што може она што мене ми треба да го направам, да кажам да постигнам некој стандард, нели, што го има во борд гейм индустријата. Немаше, тука не беше возможно тоа тогаш. Сега мислам дека е возможно. Нормално. 3D принт, мислам дека И тоа е можеш тешко да затоа ги- што 3D принтер не може да постигне капацитет ти што сакаш да направиш да. во mass production, значи ова се све mass produced игрици. Mass production се смета нешто барем у индустријава е над 1000 копии кога правиш, Така. тоа ти е mass production од прилика. Се под тоа е да кажам помалце производство, нели, и Пошто изгледа толку едноставно, да. а колку всушност работи има што треба да се вложат. Например, некој ќе каже, аха, окей, картони, бе. Ево овде 3D принт ќе ова може, бла, Не, бла. не. Ама колку не е само Не, така. мислам, знаеш, не е така едноставно. И пак ќе кажам,
што сакаш ти да постигнеш. Значи дали сакаш ти да продаваш 3 игри Така. година, окей, дома Да. сам ќе ги направиш, така. Ќе земам ќе однесам ќе испринтам нешто негде. Каде така? Ќе викаш ќе земам 3D принтер, ќе ги Принтер на ке- другареве ќе им ги давам. ќе ги Тоа направам, би не е сакале да проблем. Тоа е окей исто, ништо не е, нели тука нема спорно. Ако на некој му е тоа филм да го прави супер, али идејата беше нели малце повеќе да можеме нели повеќе игри да правиме, повеќе луѓе да ги играат, да им биде интересно, да бидат среќни. Герири точно знаеш што прави или? Не знаеш што прави во моментов, Не знаеш ама што прави. интересно му е и интересно му е, побојки да точно. Е ќе види. Јубаво му изгледа. Што ракети имам. Да, јубаво му изгледа, и шо, нека. Нека се. Гледаш жутата само нема нема бој. не, да, па Нема. само една жута. Друго Ги жута нареди нема. бит на сите, а Ја. што преш? Поема немам, ќе ви Види, кажам. ама тоа е многу интересен момент, значи ова сега што го правиш ти. И многу луѓе мислам дека го имаат индустријава во овој момент на знаеш, кога ќе го видиш ова како производ ти е интересно прво. Значи само тоа на визуелното ти е Да, да, интересно, да. нели? Не, а не зборам дека ракети. не зборам дека играта е интересна или навлагаш нели у геймплей па не знам ај се играме, него и ова им е интересно на луѓе. Така. И затоа нели ова што зборевме минијатури зашо прават. Си купуваат игри со минијатури затоа што и минијатурите се сиви нели од фабрика зашто сака да си ги фарбаат луѓе. Така. И нели има и кај нас заедница нели дечкиве Warhammer што прават, што фарбаат, значи воен тоа е онака чекан. да, воен чекан сите тие мислам онака има луѓе што ова им е многу интересно хоби, многу им е јако ова се што се случува околу хобива. И затоа ние еве како издавач мене ми е како да кажам креативен човек. Многу ми е кул кога ќе видам нели вака некој кому се радува на производот или едноставно му изгледа убаво, мене ми изгледа убаво на пример ја Small Star. Јас сум ја отворил некое време, вака сега ќе видам убаво ми изгледа. Да. Ми си игра од една партија сега се. Ја на пример не сум Буквално. фан. Ја не сум фан на друштвени игри на board games, ама ова кога ќе го видам, Извини, ова има соло кампања? Таа има соло, Има? има и таа, ама не е во оваа кутија, во експанзијата, а во оваа има во Small Star има од старт, да, сим. и на пример ова кога го гледам мене лично многу ми е поинтересно пошто е епте малецко едноставно, Да. не треба нешто многу работи, што би рекол ти за една минута може да ти објаснам како се игра. Ова, да. Бидејќи за мене друштвени игри, ако спомнеме ова, големово чудо ми е стварно too much. Треба да научиш големи кути. Ова можеш на одмор да си го носиш, на плажа Така, да така. ги свалите да, Епа, да го Јас играте. сум носел и тулкавина, ја катан, Знам. од прилика Ти со тулкава. 2 деца си затоа. Торба и Види Small Star на пример, ние ова не е ни првата верзија од Small Star. Да, беше Ова е добра. добра. Да, значи првата верзија беше уште помала кутија. Мене тоа ми беше од старт Да бе, идејата. за тоа сега те прашам. Знам дека Многу помала кутија беше од ова. И сега што има тука сега ова што го кажа со кутијата е као еден битен момент од целава индустрија. Зашто се кутиите вакви или онакви? Тоа вие како продавница кој идете чипс да купувате и дали зашто чипсот е пола празен? да. А е 100 денари, така и сега ако го направам мал ти ќе речеш чека малце, ова не може да е 100 денари. И тука е филозофијата генерално и за кутиите. Оваа игра на пример Magna Roma тебе што ти изгледа голема кутија, што е fair assessment као тоа е Да, тоа, да. така голема кутија ќе те уплаши. Ова е многу проста игра реално. Па може да кажам и на ниво на самурај може дури поедноставно. Ова разлика од ова. Али тука е тој момент на што сакаш да постигнеш со производот. Тешка. и овде има многу убави фигури. А лесна игра е, значи лесна игра е ова, да. Ова е ќе ти ја објаснам за исто за Не, 2 баш минути. денеска гледав видео, не знам од кој јутубер беше, како ја рецензираше и објаснуваше. Викам, абе ја не се разбирам многу друштвени игри, но ова лесно е, бе, лесно може да влезеш во ова. Дали ти е кеф кога ќе си видиш пример да речеме на YouTube рецензија за твоја игра? Да, Има нормално. многу. На. Има многу искрено. Скоро на сите овие има као рецензии, тоа баш онака убаво ти ги објаснуваат и игрите. Значи Мислев дека ќе донесеш извини онаа као ви се викаше со маската. со маската 50, да, не ја земав за жал. У канцеларија ми остана едната копија, ова земав се од дома што можев да земам. Тога. Таа е тука. Па тај колку ова е, да, колку е ова Ама е. каверот на оваквото е. Каверот? Искочи баш и мислам за после пандемијата или за време Да, што на беше пандемијата. најекото беше дека нема врска со тоа, ние не дека нешто тајмираме, нешто, значи таа Да, игра, да. таа игра пошто не е дизајнирана само од мене или од некој од мојов тим.
од дечки од Германија. И они таа игра уште пред ковид ми ја покажа, ја им реков важи супер ќе издадеме, ми се свија, интересна ми беше механиката, нели главна како се игра играта. Ми се свијаше темата и одма ми текна што све можеме да направиме во врска со темата. И после ковид нели дојде, а ние во меѓувреме неа ни работевме таа игра толку едноставно, ни седеше на полица, што се вика други работи ги спремавме. И буквално кога дојде ковид беше муабетот кога ебе оваа сега да не луѓето да не мислат нешто ние дека сега користиме. Нема врска, буквално не се погоди, мислам се погоди тајмингот, дека ние не ни планиравме нешто така. Иначе да, каверот е супер, луѓе тоа им онака прво им фаќа око така. Еј колку е добар каверов игра, колку е артот. Маска? Маска. Ништо не не. мистериозно ти е све. Да, ништо не ти е јасно. Мистериозно ти е све и ти си ка, сакам да го дзирнам ова што се дешава. И тоа ми е многу јако, еве на пример кој идеме на сајмиве, нели, не знам дали сте запознаени со сајмиве, да, есен шпил, тоа беше за нас барем оваа година кога бевме во октомври беше да кажам најуспешниот сајм можеби до сега. Не можеби сигурно најуспешниот до сега од секој аспект. И многу од луѓето пошто ја продававме таму пест, многу од луѓето беа така баш исто, колку е добар каверов, што се дешава? Може да ми објасниш? Ја ќе ми објаснам или ќе седнат имаше нели маси демо дечки од кај мене од екипа ги покажува игрите, ќе седнат, ќе ја поиграат играта, после сад време стануваат и као дај ми копија, пошто многу им се свија играта, значи не е само артот и самата игра им беше добра. Им било поврзано со тоа што што е таа за игра, да кажам? Пест сложена ли е? Не е толку комплицирана. Мислам, има доста правила, ама не е самата игра комплицирана. Можеш да ја сватиш што се дешава и тоа е тоа. Ама мора често да играш за правилата да ти Ако сакаш да ги играш игри кои што треба да си играш поредовно за да тоа што викаш. Кажи. Не, извини, мислам тоа што викаш ти со она едноставноста на играта, ја те разбирам, значи јас сум таков некојаш кога толку време нели работам на игри постојано, мене ми е малце другачи ги да кажам ги размислувам игрите можеби. И знаеш кога ми е главата постојано исполната со игри и со идеи за игри, некогаш ја се уморувам, од самото тоа се уморувам, па викам дај да играм нешто лесно, Small Star можам да изиграм за 5 минути, ти дека можам да и не ми се игра комплицирано. Некогаш ми се игра и комплицирано, така тоа е до расположение исто. Не да са бајле стануваш до вечер некоја игра такви. Има, значи со Африки со Има такви. Има на Twilight Imperium на пример според. Не знам дали си ја видел, таа ми е онака играше онаква, има Grail Games, така си ги викаат луѓе, нели као играше име најбајле. Таа беше кавер што имал лав нешто така. Да, со лавот. Чи таа игра што масава е мала за таа игра. Значи треба да знаеш, не знам колка маса, се собирате петорица, шесторица, колку може најоптимална нека бројка, цел викенд негде на викенд идете. На планина негде ве забораваат и ствари многу долго си игра играта, тоа е, ама тоа е пилот на играта, значи затоа им се свига на луѓе играта, затоа што е таква. Да, многу мене ја смета за една од најдобрите игри некојаш направени. Па, окей, да, ги разбирам. Ги разбирам зашо мислам единствено на даунсайд на тоа е што да не можам нонстоп да играм затоа што стварно бара посветување и време, ама затоа кога ќе седнам да играм еднаш у 2 години, што се вика, ја ќе научиш нели играта, ќе се потсетиш ако треба, е многу јако, нели, искуството ти е врв. Затоа што е со лавот и со затоа што е све интересно, нели. За фанови на такви игри сега да кажам. Ова чудо тука зима многу инспирација од Homeworld. Е од тако. Ова? Да. Многу интересно што ја спомна Homeworld, па не дека зима инспирација директно, ама можеби подсвесно затоа што Homeworld мене ми е една од најдобрите игри што сум ги играл. Така да не дека би рекол дека зима од тоа инспирација, сега вака ракетки ја ги гледаш може. By the way, овие ракетки не се ни у производство, овие тест беа за за уствари што би како би ги правеле понатаму, иначе не се вакви у стандардната верзија. Али те разбирам, ако добро сватив така си ја поврза некако работа, нели банана шипот што е Homeworld. Што знам, така ја sci-fi нерд сум онака доста и многу сакам sci-fi. Многу може на крај да не обясниш како се играла, пошто мене ме интересира. Што значи? Тоа на крај кога ќе. Не биде на кратко, значи многу е проста. На кратко ја. Многу е проста играта, уствари што правиш сега? Еве тука ги немаме тие овако. Можам да одам у една права вака линија со ракетава на мој крил, стапнувам и го колонизирам овој систем тука. И во зависност од тоа колку планети има системот, ако има 2 планети, 2 поена ќе дојдам. А кај се гледа тоа? Еве ги овие планеткиве големиве крупчиња што се. Овде има една, овде има една, овде е 2. Не, ова е сонцето внатре, овие ги гледаш само орбитиве. Гледаш? 2 прстана, 2 поена. 3 поена. И буквално тоа, ставам тука колонија, толку. Ти си наред, така.
сега што е финтата? Ти како плав играч не можеш да поминеш преку моето. Аха. И можеш да правиш и уствари се затвараме. Како што заврши играта, веќе почињаме да снимуваме потези затоа што сме си изблокирале. Така. Ет, и тоа е тоа. Basically, that's it. Значи ти уствари правиш тактички потези како да го блокираш другиот или другите играчи, ама и ти да ги фатиш најдобрите поени. Значи, Чекај, очигледно тројки ве на пример. Чекај, што се многу вакви стани на една мапа. Не треба ништо да има. Не, може и со толку. Не, за почеток. Не почињаш вака, Да, како да, што вака да. почињаш од твоето ево. Така. Ево ова. Така е. Аха. И јас сега од тука почињам, идам едно ваму, едно таму праќам. Црвените кај идат? На црвеното. Ти тука си го ставил црвеното, иако не може не може. Може вака да се намести мапата. Али тоа е поентата буквално, значи еден потек правам, ја движам ракетката во права линија, не смеам да удрам у некој друг, се додека можам да движам се додека имам нели слобода и можам кај сакам да застанам. И еве на пример можам од тука да дојдам тука, пример или тука. После од тука да дојдам тука. Сега ја наместив као што треба. Точно. Више, Точно. правиме муабет. Тоа е. Тоа е Сега играта. ова го гледам туку ми е едноставно и туку ми е забавно за играње. А ти што спомнавме преска, да земеме 2-3 копи, да направиме една голема галаксија, има играње цел ден. Па знаеш што, значи Ама па боите па ќе ти бидат двајца ќе бидат со жолта боја. што е финтата? Значи финтата е, можеш ти пак да играш со четворица, ама да направиш голема галаксија на пример. Така, да земеш 2 копии и пак да играш со четворица. Аха. Ќе имаш поише мапата ќе можеш да направиш. Тоа е финтата на ова, затоа е ваква модуларна направена за да можеш така да играш. Имаме од една од експанзиите што имам направено е 5-6 играч ставаат. Значи други бои две ставаат. За ова? Да. Браво. И таму, значи со таа експанзија ако играш, плюс ако играш со тие другите има помали експанзии кои што додаваат вакви, плюс ако ставиш една копија, значи сме еднаш имаме играно таква епик голема мапа, кај што онака, кај сакаш се. Да, ама финтата на оваа игра е, мене барем што ми беше идејата и како испадна на крај дека ова е бейс геймот е едноставна верзија од играта, а сите експанзии додаваат некој леер у играта. И уствари ако играш ти со сите експанзии, играш многу интересна голема игра со технологии, со чуда, со правиш, конструираш други станици. Све и свашта има буквално, да. Онака за sci-fi ептен. Зошто на пример не направите гоблин на една полица само вакви да се купуваат. Колку сакаш ти, јас сакам 12 Брочиња? плочки. Не, овие како тајлови. Тајлови? Да. На кило. ги На кило. продавате. Чиста работа. И цела мапа галаксија да направиме. Ќе отвориме таму карши на буњакова Да. стезга една и Ова Ставиме на многу кил. ме подсеќа хексагони многу ме подсетуваат на Катан. да, па добро, хексот како форма е доста присутен у board games, пошто не знам дали ја знаете филозофијата уствари зашто е тоа така Не. со хексовите. Please explain. Чекај само како ќе морам да го поместам. Значи Пред што е со финтата? Финтата е дека хексот Не таа камера пец. е да кажам Добро, Добро. таман. најидеално да се движиш на мапа без да без како да кажам најефективно да се движиш на мапа. Што значи тоа? Дека од овој хекс до овој хекс пример има две полиња, така? Да, Ама и до овој хекс има две полиња, така? И Да. до овој и до овој, да. така? Како да идам секако ќе добиам две полиња. Ако е тоа на грид квадрати, Да. значи нели квадратчиња грид, Аха. ако идеш по квадратчињата, испаѓа не можеш ти да стигнеш до сите квадрати еднакво. Значи и тоа е малце тука специфично зашо board games кај што движењето е битно, па како што е по полиња, Се ги хекс. прават така хексови. Иако нема врска, има игри кај што се квадрати and it works fine, не дека е страшно, ама еве така на кратко само една од филозофиите, а и плюс како форма малце поубаво изгледа, да кажам, барем за мене, не знам, по визуелно Значи овде коцка нема, така? нема. Значи не Не е игра на среќа. Не е игра Нема, на не, во ова нема. Јас стојам за тоа Ова, дека ова не а го- има зару и у играта, среќа е прашање. Зависи, значи тоа Па ако не ти иде па зарот што? зависи како коцките што е функцијата на нив у играта. Значи, сега збориме, да, има некои што кај што да, тешко имаат среќа ако коцките се користат за нешто кај што е, не знам, тепање на пример, може да е на среќа или игра. Има игри кај што имаш коцки, ама не се користат за тоа, ималце по друга функција имаат. И знаеш, луѓе исто кога ќе видат, леле коцки, не сакам,
ама треба да видиш дали е за тоа што мислиш дека е, Да, дали е да, за да, ако не е за тоа што мислиш дека е, можеби коцките се служат за нешто друго. Јас на пример има луѓе што не сакаат такви рандом моменти игри. Јас сум општо отворен за секаков тип на игри прва. И мене не ми смета рандом моменти игри, не ми смета општо. Actually зависи од играта, ми работи некојаш кој што треба. И окей ми е да има малце рандом ствари. Малце непредвидливост да кажам игра. Значи една партија од Small Star Empires може да трае од до Па- Не си пише овде. Па ете, 15 минути. 15 минути да кажам. Од двајца до Да. четворица на 13 години. ни да се нервираш, ни Вакви ништо. се тие сега што сте Ете ги, да, тие се тие стандардната верзија што се да. Аха. Овие се прототип, тука ексклузив view имате. И чекај Овие се, сега- ово изгледа... А не. Овие сега на И eBay се овие- продаваат за 1000 евра, ние ги имаме на маса. Ова баш ќе ваквам... Ќе пробаме да играме. Small Star е ексклузивно твоја игра или имаш помош за дизајн нешто такви работи? Па дизајнот, гейм дизајнот е ексклузивно мој да кажам. Мислам артот. Артот голем дел од стварите јас ги имам правено. Да кажам 90% од играта уствари само артот на кутијата, овој конкретно арт. Така. Кој немам ја цртано го има А еден овој артист од Шпанија. артбук што е овде? Една артистот? Артистот е па во артбукот голем дел од стварите јас ги имам цртано. Чи се што е таму во артбукот што го гледате, Ова е мое, Многу добро. Ја преска го пролистав. се е тоа Ова мој е арт таму, да. Нрдгазам за sci-fi фанови. Ова е практично овие артови се користени во експанзиите, значи ги има таму по картини, с технологии и така натаму. Што и да има. После ќе нрдаш, ајде. Ја го видов ова преска. Многу ме интересирам, ако не постоеше Kickstarter, што правиме тогаш? Многу добро прашање. Што знам, значи добро, види, индустријава си постоела и пред Kickstarter, нели? Генерално на патот на кој што би издавал тие игри, нели? Најчесто е многу потежок ако немаш Kickstarter ти дава тебе финансиска кажам одскочна даска да можеш да направиш нешто понатаму, нели? Нели кампањата ако ти е фандет и ако собераш доволно пари. Значи правиш нешто пред да ги вложиш, тоест добиваш пари пред да ги вложиш. И ти можеш да речеш со овие пари јас што ги добив од луѓето, окей, сега можам да произведам игри. Ако немаше Kickstarter, ја немаше да имам пари за да ги произведам тие игри, нели? Или ќе требаше Кошта не кошта нормално и сега ќе треба да најдеш или инвеститор. Едно прашање во врска со Kickstarter. Пример, ако играва, фигурирам, ќе лупнам глупост, ако е $20. Добра? Они даваат $20 и со тоа си купуваат копија од играта? Збориме луѓето што се на Kickstarter као бекарс, така? Значи тие што се од таму. Да, бе, или јас како Ти ми ја сум презентираш- Никој, ја не ни знам ни како изгледа како Kickstarter, слушам од тебе дека имаш стајано игра Да. на Kickstarter, се логирам, ја плаќам $20 и ја добивам Точно. копијата од играта? Точно, значи Добро прашање да му раскажеш како функционираат, Е, или тирс на така, значи тоа сакам да кажам. Да, види, во основа така е, значи што е финтата? Ти практично на некој начин им презентираш директно на, да кажам, обичните луѓе што би си ја купили играта. Нели им ја презентираш и им викаш, дечки, здраво, имам идеја, еве е идејата за играта, таа што викаш, $20 е на пример играва. Ако ми помогнете да соберам, не знам, 10.000, $20.000, јас ќе можам да ја произведам и за тие сите што ми помогнале, што ми дале по $20, ќе ви ви пратам една копија од играта. Тоа е буквално идејата на Kickstarter. И зборам за board game crowdfunding делот, Да. така функционира, Па нели? и стриповите се... Али се- горе доле сите исто функционира, значи и книгите функционираат така и филмови, музика што и да има, нели? Еј, здраво дечки, ние сме таа група, имаме албум, сакаме да го снимиме, ќе добиете CD на крај, нели? И тоа е начинот на кој што функционира краудфандинг, нели самото име нели си кажува. Тоа е практично и тоа зависно со тоа ти што викаш на кој тир си ја поддржал играта сега или кампањата, нели? Зависно од тоа ја како ќе направам, пошто нели креаторот на кампањата си ги создава тие различни tiers и rewards. На пример ја ќе ставам тир кај што има една игра, кај што има две игри можеби, некој ако сака две игри да си купи, не знам. Така да у суштина така функционира краудфандинг, не знам.
Само климава да изгасам, ама да не изгасам нешто друго ми е страф. Климата, чек, правите си моје тие со пеца да видам. Тирсот. Например за Monster Empires. Што имаше на Kickstarter? Кој тиер, колку тиери? Добро прашање. Мислам дека, ако се сеќам добро, па немавме многу, имавме практично еден тиер за сите што би сакале да имаат играта. Не беше многу, беше едноставна кампања, беше, не беше некоја комплицирана кампања. Имавме една копија за сите што сакаат да ја земат играта. Може би да имавме уште еден тиер за 2 копии, нели ако некој сака 2 копии да купи, па као некој попуст, нели, им даваш та втората копија. И мислам дека имавме уште еден тиер кај што беше практично 5 или 6 копии. Практично тој тиер беше за продавници, значи ако си продавница, да можеш да си купиш 6 копии, па да можеш да ги препродадеш после. Така на некој начин. И тоа е уште нешто што го правиме на некој начин у позадина со продавници. Го нудиме тој тиер на продавници низ цел свет што сакаат да ги носат нашите игри кај нив. Сега ми текна Kickstarterот прв ваш беше у австралиски долари. И Да. ќе те прашав зашо беше у австралиски долари, но ми Ти кажа се одговори прашањето. да, уште од самиот почеток. Кажа за продавници, како функционира, не е у Гоблин нормално, тоест па и у Гоблин да дојде, мора од Кина да дојде. Како функционира у цел свет? Колку е тешко, не знам, продавница во Германија, например, да ја добие вашата игра за да ја продава. Па тоа се надоврзува на претходното прашање што ако нема Kickstarter. Практично тоа е онај стандардниот систем на дистрибуција, нели? Што си функционирало од секогаш и сега тоа е нешто што зависно од тоа со кој постигнеш договор, направиш договор, ние нонстоп тоа е дел од нашава работа, нонстоп бркаме, нели? Така. Дистрибутери и бркаме издавачи од други земји што ќе ги издадат нашите игри на други јазици, не само нели на англиски да бидат. И го правиме тоа редовно. Зашто правилата ги нема на македонски? Ги има за Small Star, ги има, конкретно за Small Star, али добро прашање зашто ги нема за другите и треба да ги има и најверојатно во некој нареден период ќе Као македонски, као производ. Така, да, ќе треба да работиме малце на тоа повеќе, али да бидам искрен пошто нели пазаров тука кај нас е тој што е. Тој што е. Не сакам да кажам лош или не, него едноставно мала земја сме. Знаеш што мислев ја у стил, ако идам јас у бункери, а ако е у Гоблин, ја купам Small Star Empire, да ми така као ролбук на Епа за македонски. За Small Star мислам дека има, не знам дали уште ги имаат у Goblin, али на пример други игри кај што има јазик на самите карти, тоа е малце тука тешкото. Тогаш ќе треба да направиш верзија друга, нели, тоа е малце зезнато. Иначе ама за за едноставните игри, да, кај што нема многу. Така. Чекај, за самурај ти беше ли битно? Па, види, тоа е битно, ама не толку да речам сега. На прво игра ти е битно, на второ го знаеш. Да, тоа се ги покрива акциите како се играат. Али тоа е во суштина генерално тоа е со дистрибуција работи. И ние тоа го правиме, бркаме дистрибутери, бркаме нели и про самите продавници, нели ги бркаме, ги контактираме, сакаме да ги носиме вашите игри кај нашите игри кај вас. Повелете, купете сите тие нели работи позадина што се случуваат. Тоа е дистрибуција класика, си има компании кои што си го работат тоа, они се многу поврзани, имаат мрежи големи, дистрибутивни, значи и е се тоа што викаш како ќе се најде играта у некој од такви некој, не знам, у Германија, у некој рандом продавниче за board game, преку нив, значи генерално преку дистрибутери. Стварно е така, значи сум прошетал последниве неколку години, сум бил низ Европа. Ќе влезам, нели, секогаш ми е онака и кај да идам, значи да, значи не знам, у Малмо у продавница влагам најрандом што неа ни знам дека постои тука, влагам Small Star ја гледам на излог например. И тоа е многу јако чувство, нели, дека А не ги прочиш, извинете, игра. сум правил муабет со некој. Да ми Шо е? Да, не. Може да ми објасните играта? За да видиш дали ја знаат. Дали ја Мислим, може би ми објасните играта, ама не ја објаснам како што треба. Да. Не, дечки, ја да ви кажам. Чекате да ви. А од каде ја знаете? Па ја ја направив. Тоа не знам кона Uno, нели, не знам дали сте виделе Uno. Уно, да. Нели Uno. Макао. И нели и луѓе и се Uno постираат на social media негде. Абе луѓе, сите ви играте погрешно, оваа карта кога ја ставиш, не можеш ти да му вратиш. Нели демек Uno ти кажа официјално и тука има дечкиве долу реплay. Uno, окей, фала за картите, we'll take over from here. Као остете ние си ја играме како што сакаме, не сега. Така да, нема врска на шалата, али така, генерално така функционира. Сега сватив колку е потешко да направиш board game физички и колку е полесно
дигитална игра, пошто дигитална игра дома си, мислам не, да ја направиш отпасен, сакам да кажам, процесот отпасен. Пошто на дигитална дома си ќе пласираш не знам на Steam едно друго, добро, тамо е тешко да те одобра сите тие работи, ама овде дистрибутери, бркање едно Па друго. тоа е, овде на Steam ја имаш, ја ставаш на Добро, Steam. како што кажа, треба да те одобра сите тие работи, ама. Ама ова брат, треба да се напри. Па, тоа Што сака кажа ти за Пусть не ти е дистрибуција? дома, у fucking кина. Така и сега треба да идам до продавница за да окупам ова. Не можам ја дома да седнам и на Steam да ја симнам ја играта и да играме. Добро, види, за на пример, таа страна, нели на купецот купувањето е барем сега леснато со интернет, ордер стига Да, од така. Амазон на пример, у Америка им стига нели за еден тоа за се нервирам што за немаме сад време им кај- стига, кај да. нас што немаме. ама тоа е- Апсолутно. Имаме. Ти можеш да си нарачаш од Амазон. Да, или да Ама чекаш. шипингот ја ова е 20 Дупло. долари, да речеме 20 долари ти е Ја шипинг. ганда ми гледав под 40 долари нема дошто. Ке Е, нара за- кикстартери што ми стигаат па со царина кој ќе фати тоа све, нели? Леле. Али тоа е. А барем тој дел е лесен, да кажам, нели, од лесен, пак не е како на дигитална игра што викаш на Steam ќе седнам, ќе си ја симнам за 5 сати, за 2 сати ми е симнат или за 5 минути, не е битно. Али во другава страна во преењето на играта, тоа што го кажа, колку е комплицирано тоа. Јас сум онака, некам да кажам, не љубоморен, ама нека да кажам ќе си помислам многу пати, ќе си помислам, леле, видео игра, значи колку е јако. Можам на крај крајава пошто се случува да нели нормално е прават грешки луѓе и сега сме сгрешиле тука 3 букви, на пример УО. И сега не има јасно на луѓето пошто сме сгрешиле 3 букви. Онлайн, дигитално правиш пач, дечки симнете си го пачот, само се симиња нели на Steam За како и ова да. треба Нема пач. Овде нема пач, овде морам ја да сега се јавам у фабрика и да кажам дечки направете ми уште 1000 нови од овие за да ги пратиме на луѓето што им треба затоа што Со тие 1000 и тука пари даваш и све и Леле. тоа така. И тука сум не, сакам да кажам не да звучам нели не сум љубоморен Не, апсолутно, не, него моментот ми е на колку е лесно кога лесно. Јас само можам да претпоставам, не викам дека е лесно, али тој барем дел е Не, нешто лесно е оправување на грешки. точно, тоа сакав да кажам, затоа што се случуваат, Грешка, човече, уборим, одиде цела едиција. се случуваат Што направил и се цел случуваат и на големи и на мали компании. Значи не е само на нели ај ќе речеш мал па ајде мала компанија или кој да е. Не, се случуваат и на големи компании и тоа е едноставно да кажам можеби заедницата не дека е навикнати, не дека они толерираат или не знам, ама нели Имаат разбирање. имаат разбирање, прифатливо е, нели, сепак е печатено нешто, Да. не е баш, нели. Е сега тоа што го кажа ти исто е многу битно. У Кина ги правиме игрите, значи за нас е многу тешко ние да видиме како уствари ќе изгледа играта на крај, нели, и тоа е дел од на процесот што го подобруваме постојано е прво подобра комуникација со фабриката да имаме за да ни објаснат ако има нека грешка или нешто, нели. Второ, нашиот quality control сакаме да го, нели, изработиме на тоа да го подобруваме цело време за да правиме подобри производи, значи да нема такви грешки, нели, да ги избегнеме грешки. И тоа е тешко кога не го гледаш производот нонстоп пред тебе. Са правиш нешто и праќаш таму на фабрика и после месец два ќе ти стигне копија. Не ти праќаат они као копија, Ти една праќаат. копија, еве ти, Праќаат. ова е тоа. Провери дали е Ама се има окей. нешто е финта да има разлика у таа копија и у копијата што е mass production. Затоа што ни таа копија кога ја прават, не ги користат тие mass production машини што се користат во mass production. Не знам дали знаете сега да не навлагам офсет како работи принтингот е со ние со плочи валјачи Да, онакви се да, ставаат, да. нели, идат по тие 4 бои. Па тоа е за кога се прави mass production. Само за да ти направи една прототип копија нема да ја уклучи таа машина, ќе ти ја направи на дигитален принтер кој што има попечатници, Да. нели. Ќе ја направи најблиску што може до тоа, ама не е финалниот продукт. И сега Да, малце може да се разликува. Муабетот ми е ти кога ќе ти стигне као прототип, ти све ова го Апсолутно. читаш, го гледаш, Да. дали е Да. све окей као што треба, така? Така. Па но добро сега за принтот, а ако е нешто, ако е ушмрлено им го враќаш дечки. Тоа е проблемот. Не е твоја грешка. Да, не, Нивна е. точно, ама тоа е проблемот. Ја не можам да испитам, на пример, правиш да кажам, правиш 10.000 копии од игра. Па Не сега можам ја за- сите да ги отворам 10.000. Па, нормално, Прво треба да ги да. отвориш, така. Не, прво треба да И стигнат кај тебе, да ги отвориш, А да не ги стигаат, затвориш, па после да ги бадиш на цел. И тука зависиме многу од quality контролот ниве внатре интерен, што Да. генерално се окей овие кинескиве фабрики, генерално се окей, ама и они знаат да прават грешки и тука со нив имаме малце, нели, back and forth чекате ова се утна, некој не е видел таму кој што треба. И има да кажам, они си имаат и таков некој margin of error стајано, кај што на пример ти викаат, окей,
например 1 до 2% од игрите да имаат некоја грешка внатре. Да, бе, Што е нормално. Мислам и на iPhone да купиш iPhone Не, нов не се може сите грешка најдобри. некоја да има у кутијата внатре, нели немало фалело кабел, не знам. Иако сега може не ни ставаат Не кабел. ни става. Не стават кабели. Стикери. Сега ништо не Стикери стават. бават. Стикер еден, да. Стикер ти да озбилно. Може и Колку стикерите тоа? ги Плюс извади. 50 евра. Добро. Шо сака да те прашам ја нешто друго? За дизајнот за човече, вие го правите овој? Значи се што се случува, нели мислам, се што има внатре во игрите се генерално наш дизајн. Наш од кој аспект некогаш или јас го правам или некој други дечки го прави, се што сме во тимот, нели, дали е графички дизајн, дали е дизајн на вакви некои човечиња, минијатури, што и да е. Најчесто некогаш изимаме контрактор со надвор, значи си работиме како и да кажам сите студија, нели, паблишери што си работат. Пошто не цело време нас ни треба некој што ќе ни прави вакви, затоа што не правиме нон-стоп игри. Значи нас ни треба некој само да ни дизајнира човече, му плаќаме за тоа човече, си го добиваме дизајнот и тоа е тоа. Дали го имате да кажем глава тоа дека човечево ќе е дрвено и да не се стават многу као детали на тоа дека нема да искочи као што треба, дека може да е кршливо, пример Да. ова кој е потенко, Да. може да е Значи тоа кршливо. тоа се сите работи што како да кажам, еви со искуство се почнува да нели да се распознава, нели што како можеш, кои ти се лимитите, што можеш да направиш и така натаму. Кога да кажам, ако нечесто и луѓето што работат во индустријата, нели тие што ги знаат малце повеќе работи такви некои 3D скулптори или луѓе што работат вакви минијатури мали дрвени, они знаат кои се тоа, знаат кој е прагот на толеранција практично, знае дека ако ја го направам потенкова може да се скрши. И на крај крајава пак се враќам на фабриката. Тука и фабриката е дел што треба да каже, може би се скрши ова да знаете, направете го подебело на пример. И тоа се прави таа фаза кај што пред да почнеме ние да ја произведуваме играта, ни праќаат ете пак прототип па да видиме дали се добри. Затоа што ако мене ми го пратеа прототипов од Кина и ако вие се сите скршени при транспорт, значи не се добри. Така ќе им кажам дечки, направете ги подебели. Значи за други да ги бидат скршени, пошто при транспорт се Точно, десува. при транспорт се дешаваат работи, пак тука моментот на физичка Да. едноставно копија е, тоа е, за А, разлика од дигитално. И оштетена кутија при транспорт, тоа е стандардно, најболното мислам. Најволното е и луѓе, мислам, ја еве да кажам, не знам, со право луѓето си бараат кај нас, имаме ние на пример на сајтот воспоставено како customer support, нели, цела форма кај што можеш да пишеш ако нешто нели не ти е во ред со играта и така натаму и ние ускочуваме упресред на кој било од кај било. Да пробаме, нели, ако ти фали човече, ќе ти го пратиме или ти се скршила кутијата при транспорт, окей, не сме ние криви, нели, директно, не сме ти ја пратиле ние, ти ја пратиле таму од We are пошта. not from China. Yes, ама пак сакаш да му е на тој што ја купил, што дал $50 да му е окей, нели, сега не сме. Посебно за board game кога ќе сакаш, не е работа само да го играш, ставање на полица. Точно. Тоа што го кажав преска како момент. Него му беше интересно да ја нареди и му беше убава играта да ја гледа само. И на многу луѓе има тоа. Естетската вредност на игриве е многу битна кај луѓето барем. Кај голем дел од геймерите. И сега, зашто јас кога сум ја купил оваа кутија со убав арт, што тоа на пример ме привлекло највише, кутијата да ми е удрена, не ми иде некако, не ми е убаво. Ке сакам да ја ставам Да. на зид. Ја на пример кога гледам колекции на полици, колку е појако друштвени игри, место не знам на Steam да си гледам што имам у Library. Не, Тоа дека на Netflix да скролаш, Да, нели, скролаш и буквално. не гледаш ништо, на крај си легнеш. Абе и цедиња од игри која ќе видиш као колекција на полица као стајано. не го дава тој шмек. Не Пошто го дава знаеш тој- малечко, Тенко не многу има и не ти паѓа у очи. А вака кога ќе Да. видиш дебела као кутија, као ја гледаш као добре. Моментот на Мичич клипот за кога им честита на Гоблин 20 години као се снима позај него Боб Мичиш има јадници. Board Мишо, Games. Мишо. Board Games А, Мичич. Александар Мичич. Микич. Микич па Мичич. Мичичу. Мичич е тетоважи, нели? Да. Значи Микиче, па да, можда најголемата колекција има Микич во Македонија. Не може да сигурно На уствари. Балканов Значи на реално. Балканов и он бил од секојаш и тоа му е на него, јас Да. вака нели ако добро го разбирам него, ете тоа е еден од апилите на оваквото е, имам
игри дома, имам толку потенцијал што се можам да играм, а и он не дека не го користи тој потенцијал игра, Така, така да. За разлика од, мислам, од луѓе Кој чиги. си тие баш, значи ја не познавам некој што купил друштвена игра и тоа е тоа. Као застанал на една? Да, минимум е 5. 5. Јас така Затоа мислам. И полиците се пуни, и затоа е убаво кога ќе видиш колку имаш Чекај, ти. колку имам. Сега е Катан ја имам, Азул ја имам, Ето ти. Дуел ја имам, Она тапет Quicks, за синци. Добро, таа е малечка. Quicks и она The Mind Extreme. И Codenames ја имав, му ја давав на внук ми, така да, не знам, ете, Топ. 5. Не можеш, не Добро, можеш да ама- запреш со една, пошто Не. ќе ја ставиш, ми фали уште нешто. Не, ќе ја играш, брат. Ќе ја играш, Не, ќе ќе ја играш, играш ама и го ќе ти дојде момент као абе дај да купам уште една нешто. Не можеш, значи едноставно, не знам, мислам сме го размислувале и сме го збореле многу пати тоа, не знам што е тука, што е уигра некоја психологија внатре во човекот. Дали е онаков некој момент на не знам, она колекционерство да кажам, сакам да ги имам, сакам. Мада јас тој момент морам да кажам ми се има спласнато затоа што стварно наплив многу има на игри, едноставно стварно многу игри има, нам дека не можам сите да ги купам, нема поента. Прво тие што ги имам дома што сум ги купил, не сум ги играл, не па други да купувам. Мене Ама- тоа ми се деси со стриповите. Купав, ги читав. Да, да. И кога стигнав до момент, чекај да го земам, овој ќе го прочитам, овој да ќе го прочитам, и не ги читам и си кажав, чекај, не го купувај тој дома имаш уште Да, ама 10 што нема да го чекам. купиш тој и нема да го купиш можеби уште наредните два, ама ќе го купиш третиот после. Пак ќе Сигурно- купиш уште еден, значи не дека сигурно нема. ќе го- Да. Така и мене исто ми се Тоа случува, да, значи ама ќе нема да порано на пример сум купел, не знам, многу игри сум купел у овакво да кажам у текот на година. Сега помалце купувам, ама уште купувам и пак ќе купам некоја што одма ми се свија оваа игра, сакам да имам. Може и нема да играм некојаш, Така. ама ќе ја имам, тоа е тоа. Тоа ми прави задоволство онака од тоа зашто ми фатило некој момент што ми се свија у играта Сега така. си направи некој филм у глава за друштвени игри. Ќе купиш друштвена игра, нормално ќе играш со пријатели. Ќе утепате од игра, Да. небитно. Ама ќе дојде момент, абе супер ни ама, дај нешто друго да Да, пробаме. да. На пример, кај видео игри, го немаш тој момент пошто цело време играш сам. Океј, и мултиплеер да играш, пак не си сам, ама ќе изиграш, океј, ќе купам друга, ама не е истиот филинг некако. Сигурно не е, значи далеку е од, мислам, далеку, пак се игри, нели, ама не знам дали сега можеби еве вака као не толку видеогеймер у последно време. Што знам некако дали пазарот у видеогеймс можеби си го креираат. Мислам, пази, и у board games го креираат компаниите пазарот, ама тоа што викаш ти ние сме си, на пример, ти што викаш, моето друштво си е само на себе, значи не гледам ја пазарот, нели, ако Да, не ги да. не знам игрите посебно што Па постојат тоа, милионите. Кидам у Гоблин и таму ќе видам што има. Така и си правиме ние некој бабл од тоа нас што ни се свига. И тоа ми е многу јако, значи, што во видеогеймс го нема тоа. Во видеогеймс излегла таа игра и сад сите ќе играат таа игра и добро, да излегла друга и таа ќе играат и така натаму. Да, пак ти таму можеш да бираш, нели, тоа е нели твоја работа, ама го нема тој момент на абе, дај ова, ни се свигаше, дај нешто друго да земеме, да играме, нели, заедно. И тука е, нели, board game моментот е социјализацијата исто И е многу после битна. прва да знаеш што ви е јако, дали да продолжите стратегија, дали да продолжите нешто Да, авантура, не знам. Ако сакате D&D да земете Да. нешто тој Значи, стил. така, мислам, тоа е, пак ќе кажам, зависи од друштво, зависи што им се интересите на луѓето што играте. И на крајот на денот е многу интересно, мислам, битно интересно е тоа дека се дружите со другите луѓе и дека не си дома сам. И што пак ќе кажам, не е дека онака хейтам видеогеймс, апсолутно не, нели? Геймер сум од тој аспект, ама друг шмек има ова, нели, цела работа. Седнам на маса и збораме, ако сега што се избориме. Доека момент е изервира, земеш оде, но расториш ова се. Тоа е. Ќе вртиш, не си се Мора- прави шеска толку. Оно и вака што превртува маси гивче доша. Да. Толку крај на играта. Тоа е тоа. Помна преска шпиле. Да. Кој пат идеш и како си поминувате на шпиле? Значи шпиле, па еве, па можам да кажам слободно дека колку што е Аркона, можеби толку години идам. Со тоа што за време на короната имаше една или две години тој период кога немаше едноставно сајам. Да, бе, тогаш откажа. Да, нели? значи немаше ништо, нели. Тоа Германија беше, така? Да, во Германија Добро, во па есен, тогаш во ги есен. откажа и Gamescom и си дира. Да, беше ништо. Една година дали Две беше или години две, беше или две. Да, Две. две. Све беше 2020 и не знам за 21. И
така И нешто. 21-а. Тие 2 години ми се Да. као блекаут, тие ми, ако кажам, Ништо лани, сите, нели сите исто, мислам да, за да. 2019. Па освен Само да тие 2 кажеме, години. Шпиле е најголемиот сајм за друштвени игри. Да, комотно У може да се видеоигри каже. Gamescom. Па да, кај Gamescom у Америка, ваljda. Не, у Германија У Германија? во... Стварно, во Германија, не знам. Во Келн. Би предпоставил дека во Америка, нели, Games. Па порано мислам, не тоа E3 беше. Сега Аха, Gamescom е во аха. Келн. Види, да, значи, ете, може би некој има тука поврзано со саеми и Германија, пошто Да, очигледно прават многу големи саеми. Да, есен е еден од не еден најголемиот саем за друштвени игри во свет. Годинава имаше 200.000 посетители. Леле. па околу 4 дена. Види. Види дека Виджи беше, да, виджи беше, да. Годинава секој ден бил распродаден. Значи, тоа беше неверојатно и плюс се погоди, мислам дека некој од деновите, нешто четврток почнува обично саемот, секогаш почнува четврток, нели недела завршува. Да. Се погоди четврток неработен, мислам, некој Германија, празник. леле. Ужа толку беа, значи онака дојдени. Не, Огромно. германците за борд гейм се мрднати. Цел свет е шо? Не, посебно германците, колку студија ги има у Германија. Па има, Најаките као игри има, се од има. Германија, така? Па, зависи како гледаш сега на работите, ама работата со Германија што има традиција луѓето на играње игри, значи таму. Како и во Америка, така да можам да кажам дека еве Америка и Германија, нели Англија која гледаме тука, Британија и што знам Франција можеби да кажам, ама се можеби најголемите пазари у свет во моментот за игри. И нормално сега се менуваат некои работи и други пазари, да кажам Полска излага како е и земја кај што еве и според тој видео геймс индустријава може да го нели се приметува Witcher, такви ствари, нели. Сите тие компании што излегаат Cyberpunk и така натаму. Значи од тоа се гради целата заедница позади и нели и со тој board games и многу компании board games се излагаат таму. Германија Споредба, може. на пример, Полска, Gamescom у Келна кој е во Германија, вториот најголем саем и конференција е у Позnan кај што бевме годинава Така, у Полска. Тоа е тоа. И мислам тоа е како да кажам, сега не дека од година за година се менува, ама се гледа некој тренд на растење на такви некои пазари кај што и да и игриве навлагаат појако и така на тоа. Ви у Македонија можеме слободно да кажеме, кај на пример пред 10 години немало толку многу луѓе да играат игри, значи и не ги знаеле и така натаму. И сега и ние еве на почетокот уште тој период и Small Star јас кога ја правев и се организиравме со Скар у Goblin Board Game Days, на пример, доаѓа луѓе игра игри, нели, Да, сакаш да. да запознаат, сакаш што поише луѓе да се запознаат со хобито, да ги играат игриве, што за нас тие деца од Goblin што се викаме, нели, што сме биле таму, што сме израснале, за нас е тоа филм, значи да едноставно што поише луѓе да играат игри, топ ние нас. И шпиле 200.000 души. Што се дешава? 200.000 души. 200.000 души, друштвени игри и се Као ги контролираш да не ти ги украдат? Не, ама. тоа, на пример, не, ама на гейминг конференција, на пример, окей, ке поигра 15 минути едно друго, не ми се свиѓа, ќе играм на друга игра вака така. Ама тука actually ти треба малку поише време. Да, треба поише време и па добро, види. Прво самата организација е доста голема, комплицирана, значи ако сака и пак се враќам. Што сакаш да направиш, што ти е идејата ако идеш на сајмот? Како издавач, сакаш да направиш мал штанд со една маса кај што само ти ќе објаснуваш? И тоа може. Сакаш да направиш нешто поголемо, да те видат поише луѓе. Ама све и зависи од цената, ако ти е Нормално, помал штан ти е поевтино, ако ти е Нормално. поголем ти Така. И што ти е буџетот, нели и тоа се. Сега, ние на пример отидовме оваа година со 60 квадрати штанд, до сега најголем штанд што сме имале. Имавме 6 маси на кои што се демонстрира игри, значи бевме каква екипа, не знам, 10 на 12 луѓе бевме вкупно цела екипа, Браво. што работевме на самиот штанд. Вклучувајќи го и партнерот мојот, нели, од Австралија. Австралија, е, жена му исто, мислам, и она исто работи сега така со нас годинава, ни се приклучи активно и како се вика и работиме на мислам ние работиме на оној бизнис дело да кажам најмногу, значи ние имаме состаноци со други паблишери, со други како се вика со фабрики, со што и да е, нели, што е поврзано на бизнис страната, додека фронт тимов што е тука напред кај што ги објаснува игрите, поише за да им ги објасни игриве на луѓе, нели, кој како што викаш доаѓа, сакам да ја видам, сакам да се распрашам за играта и така натаму. И плюс се продава игрите, нели, си имаме шанка кај што си ги продаваме игрите. Не супер, онака лудница, мислам, годинава беше бомбона од многу аспекти, од организацијски супер си се организиравме ние.
така тимот доста супер онака на висина на задачата да кажам беа дечкиве само онака пофалба. Од секој аспект и плюс оној бизнис моментот што го имаме у позадина, кој што нели понатаму нели се случуваат некои работи, договори и така натаму. Тоа за нас беше што доста добро и успешно. Знам дека за шпиле не сите, ама но 90% ги темпираат нивните игри да излезат бат на шпиле, да може да си ги така. презентираат. Така. Колку игри нови имаше? Тоест не, окей, ај нови игри, ама колку успеа ти да изиграш? Дали успеа нешто? Јас на шпиле да изиграм. Ја сега ќе ти кажам што ја вака сега им кажав на сите, значи нас штандот ни беше некако блиску до ВЦ, до ВЦ-то таму што не е блиску 30 метра треба да отидеш. Таму вие секоја година реално. Ама не, прв пат ни оваа година таму и најаката хала бевме да кажам, најголемата така да кажам, не, најзафатената хала кај има највише луѓе, што е за нас супер, нели, сакаш каверидж да имаш повеќе луѓе да те видат. И ја буквално си го бираш ти местото или ти кажуваат они? Завис. Ти сакаш да кажеш ја преферирам да сум таму, се ако има супер, ако не, нели, ќе се договориш некако. И буквално јас од таму до ВЦ и назад и тоа им кажам на сите, друго све ми беше fog of war. Значи немам поим што се дешава низ целиот ништо. Мислам ја го знам сајмот пошто идам многу години, нели, знам кај што е како е, ама толку не успеав да толку не успеав да прошетам и да видам буквално еве тоа. И 2-3 пати имавме состаноци као ај некај нас на штандот, на другиот штанд кај нив, кај со нели со кој да имаме состанок. Тука устата хала беше толку баш до нас. И буквално не видов, ама знам дека многу ми беше мило исто оваа годинава, што беа многу од кај нас луѓе, значи луѓе што ми се многу добри другари, Виджи беше нели, овие дечкиве Board Game Adventure, имаше луѓе од кај нас, тоа ми беше многу интересно и онака, супер, као што знам 20 македонци може беа вкупно, нели, тргнете на нас на страна, значи зборам плюс нив, нели. Што си дошле чисто сајмов да го видат и да го искусат и они такви ќе дојдат кај нас нели на вако леле ова колку јако таму нешто се дешава, да, се собираме сите, супер беше. Тоа е првото македонац. Али на српски го кажеш, да. Али не морам и ова да го кажам само за есен, е многу битно, битен момент е, едноставно енергијата што е таму која, нели, што сите се доени за истата работа, board games, и се енергијата е многу јака, значи луѓето доаѓаат да играат, да им биде интересно, си направат еве муабет со некој. Не знам, ќе дојде некој на пример, леле, ја твоја игра колку ја сакам, нели, мене ми е многу мерак, значи мене тука ми е многу јако тоа дека доаѓа некој сака се поздрави, нели, све тоа. Дека нешто, не знам, се замислувам апсолутно не, ама нешто кул момент на поврзување, едноставно. Кул, нели, ти се свига нешто што сум го направил ја прво. Mind blown, нели? Второ, така, едноставно тоа е, луѓето доаѓаат со добра намера, нели, не доаѓа нешто, не знам да ти направи или не знам, едноставно доаѓа сака да поигра, да види нешто, да купи можеби така. Тоа ми е јакото на многу добра енергија. На било кој сајм, ако пример, јас сум на Комикон. И тоа не се укака од колку е јако. Така, значи Комикон солун, што не е нешто големо. Пак влагаш и самата енергија на луѓето, едноставно, пошто абе, дојде се со иста цел, со иста визија, исти желби, све исто. Енергијата е таа. Сите сме нердови таму и сите сме исти, мислам истите работи ги сакаме и филмија, така јас сакам sci-fi, идеш на Бранова должина. На исто Бранова должина, може си правиш муабет со кој сакаш, нели, нема проблем никаков и тоа е тоа. Се разбираме сите таму, нели што се вика. Зашо ме интересира? Има косплеери? Од игри, ама од игри. Има, тоа беше. Како си со возов, некој како воз доаѓа. Ти ги дорајд. Пази, многу јако ова што го спомна. Баш тоа го има на есен, 2 години поред го гледаме. И буквално, ама тоа се уствари дечките од компанијата ги плаќаат, не дека они сами така гледаат. Буквално идат низ цела хала и прават чучу као вовче, онакви се едниот е локомотива, другиот е вагон позади, више неколку луѓе се. И идат и има двајца затвараат рампа да не може, вака буквално вака затвараат рампа да не може да проаѓа за да не им сметаат возот да помине. И тоа е некако дешавка што е ќе се насмееш интересно, знаеш, не е онака. На пример, до година еден со маска од играта. Тоа се сакав да кажам, значи имаме двајца дечки што се од Франција практично. И едниот уствари го запознавме лани. Ние баравме јавно демонстратори, некој што е од таму од тој предел Германија да кажам. Дали сака да дојде да презентира игри за нас на германски. Например, и дечко што аплицираше французин,
Абе, јас сакам, ама јас сум од Франција, проблем ли е? Не знам англиски. Добро, викам, супер знаеш англиски. Чи дечко е еден од најдобрите ликови што ги знам, толку е посветен, кога ќе му даеш нешто да направи, толку е посветен да го направи така што треба. Чи онаков е, струја е на сите им објаснува, со сите прави му, бе. Значи, она неверојатен е. Годинава донесе другар еден негов исто. И он е исто таков лик, значи буквално двајцата се исти. Буквално, не знам, у ниеден момент да речат леле нешто нема проблеми, не, седат објаснуваат, зборат со сите. Дечките се дојдоа со костими, значи ние сам зборевме претходно, дојдоа буквално такви со Plague Doctor costumes, беа многу јаки. И ние уствари што правевме, правевме giveaway секој ден на штандот. Луѓе имавме таму позади малце на зидчето од штандот, као да се сликате со постер позади, да го ставите на Инстаграм, да не тагнете и пишуваме ваш мејл и после у 5 сат, секој ден у 5 сат правиме giveaway, влечеме една копија. И овие излеза такви како Plague Doctors, цак и тука луѓе јако им беше, ама многу кул, но онакви маскирани убави со такви торба, на докторска, оригинал ептен. Тоа беше онака едно нешто што го направивме, што го направивме, што сакавме уште од пред некоја година да го направиме. Ја имате... Ја има на Facebook, можеш да ги видиш, да, на Facebook можеш да ги Вас видиш. издас, да си. А на Инстаграм, Да, како? А на Па и Инстаграм? на Инстаграм ги има, да, и на Инстаграм ги има тие. Мора да го Мора да ги дзирнеш. да го видам тоа, да. Преако, значи преако. Си правиш таков филм, мислам. Онака убаво е да, Оу, еве ги. да. Вас издас, да си смагна Рома. Ова се овие што ги Да играм? ова се практично имавме вакви наметки они што донесоа, Аха. ама ова се луѓето што се слика. За Аха. овие луѓе после ги влечевме дали нели некој од тие што се сликале дента, ќе го извлечеш да си добие една копија од пест. Тоа беше целата идеја уствари. Значи следна година овие дојдат како самураи, како пест, како ракети. Топ. Ракета, да, ракета. Ако де некој ракета, одма ќе му даме на Small Star, нема giveaway за него, одма добива. Картон. Да, бе, да. Одма добива за него една Што има копија. музичар треба да дојде. Да, Па филхармонија. Alien музичар. Да. Таа беше таа нешто со... Филхармоникс, да. Така, Така. таа, чекај, Game Fest 2019 као кога се одржуваше во кажи го бе, во City Mall. Не, тоа е многу одамна, тоа не. Ова сега што Не, е... таа, чекај, кај Не, ова е ново. дали тебе ти имам слушнато си ја објаснал као чудно им било као луѓе во на почеток за као со филхармонија, ама после кога утекна игра као интересна. Не, многу е тоа одамна, не е 2019 сигурно. Ова игра е Филхармоник сега, значи што е практично пред неколку години ја потпишавме, значи 2021-2 можеби, од дизајнер еден од Малезија. И ствари него темата му беше класична филхармонија, нели, тема. И вие сте стајле Space нешто, Да, така? идеме низ оваква, да. Па Ама е, ова не ова- знам дали е ова 2019, не е Не, сигурно. ја имаше као идеја, као... Може Не, би. ја ќе ти кажам. Ја знам оваа идеја, уште од 2016, не знам кој го имаше прашано, баш од Муабет знам, што сеш да направиш? Сам да направам игра што ќе биде поврзана со музика и што ќе има музичка тема. Кој тоа? Ти Јас сум го ти кажал имаш ова. кажано тоа. Дајте таму Не локс, знам, ја кога не- сум го кажал ова. Ја Не, знам ме е за чудно. тоа. Знам дека од негде ја имам таа информација дека имате и Ја Да не знам сме- уште пред Да тебе. не сме збореле нешто меѓу време, затоа што... Не, ја знам информација. Мислам дека на Джиджи на подкаст имаш кажано. Може би. Што сакаш да правиш? Сакам да биде игра со музика. Мислам музичка тематика. Може би, зашо... Да, види, јас музичар сум. Овој мозок памти све. Може би, значи јас сум музичар, свирам гитара исто од дете. Може би нешто у таа насока сум кажал. И ако тогаш оваа идеја сега што имам, гледаш се поклопило пак некако. Да се деси тоа и да излезе таква игра една од нас. Значи, пак ќе кажам, таа игра, ние што ја добивме као самиот дизајн беше класична филхармонија, идеш низ Европа, собираш музичари и така натаму. Мојот креативен мозок, да кажам, работи на, чекај, како можам да ја направам поинтересно, не знам, можеби по-фанки на моменти. Пошто ова кој што е, да, има пазар за ова, ама дали е доволен тој пазар прво, така исто некогаш ги размислам стварите и едноставно идејата беше да направиме малце твист некој на ова. И плюс, многу интересна работа е како дизајнер си да отвораш простор кога ќе смениш нешто. Значи, ако ми е у Европа, морам да сум у Европа, имам малце лимитиран сум како можам да ја доразвијам играта. Ако сум у Вселена, има малце подруги ствари што можам да ги правам нели таму. Вселена си. У Вселена. Што сакаш правиш? Да, и така играта испадна уствари да идат луѓето и да прават концерти на различни планети, тоа е интересно. Знаеш го, кажеш
игра со тематика музика, филм, хармонија, одма доаѓа прашањето, а како ќе биде музиката? Од кај ќе ја Да, пушташ кај. музиката? Ама овде Музиката е само темата овде, значи Да, не дека да. ти правиш нели музика, иако нели са ако навлагаме во таков момент на дали можеби треба да има таков некој аудио момент. Добро прашање, нели? Ама не сме као да кажам, доаѓа кутијата мало звучниче. точно, да, интересно. Bluetooth. Не сме навлегле до толку затоа што едноставно сме се фокусирале повеќе на самата игра, на геймплеот и треба да му доловиш практично на некој, пошто у играта ти си Space Orchestra Manager, не си actually музичар, и ги собираш ти музичариве и ги тренираш и ги правиш и ти си тој што ги носиш низ галаксија на турнеи и така натаму и тука е, тоа е моментот малце, значи Менаџер. менаџер си Да, на ги тој менаџираш. оркестар, да. И Ти на таа свадба, ти на точно, да, закажано. Цела комат ќе му Ти у сидиш. тоа село на свадба. Многу јак муабет. И се враќаат после со на И број Со да типс, со типс. на виолините на тие. Пак ќе го броите. Space Coins такви Да. кредитс. Значи, да, така. Дали можеш да го патентираш дизајнот на овие работи? Па можеш, али што е финтата, најчесто никој не го прави тоа, затоа што има работи што дел од работите во ова не може да се патентира. Значи не можеш да кажеш ти идејата, концептот за ова да ја ќе го патентирам, не можеш, затоа што just an idea, концепт. Да, е па тоа. Можам да патентирам поедини работи и тоа го правеле најчесто компании, ама прво според мене глупо е зашто да го правиш тоа. Као, не знам, не дека нешто ќе се деси ако и некој друг го направи тоа, што и да е, нели? А второ, пак ќе кажам, тешко е тоа. Значи, обично што се случува? Ако јас ја имам издадено играва, според тие некои закони, it's copyrighted by its own. Значи не може некој да се земе, не може. Може, ама нели имаме после основа да да влагаме во тужби и така натаму. И у суштина ти виш ако си ја издал играва и почнеш да ја продаваш, copyright on its own има виш. Значи тоа е тоа. Е сега што може да се случи, некој да ја земе играва, геймплејот да го земе, да направи друга тема на играта и да ја издаде со друга тема. И there's nothing you can do about it, затоа што тоа е друг производ. Ова со коли, например, само возиш. Пример. Е сега, ама поентата е зашо да го прави некој тоа. Прво, тоа е тука е, мислам, моментот што индустријава е малце, да кажам, у насока на пофрендлие. Се дешава на доверба. Па не само на доверба, него паблишерите меѓу себе си се некако не се гледаат како конкуренција, ама не онаква хардкор конкуренција сега мора да ги згазиме или нешто. Не, него actually сите си помагаат меѓу себе, значи сите. Нели кој сака. Генерално се смета самата индустрија за доста френдли онака меѓу себе, значи пошто пак е мала индустрија, не е ова филм или не знам музика или не знам нели, пак се тие најголемите индустрии. Ова е доста помала индустрија или видео геймс. И едноставно тоа е, немам ја поента да копирам некој па да му преправам нешто, не знам што, зашо? Ќе си направам ја, ќе си измислам, значи на толку идеи сега што постојат што има. И тоа е исто, никој нема. Што ми би се десило, на пример, ја давате идејава, негде, нели, мислам више утек на принтање да ви направат прототип едно друго. И тој прототип го кажат на некој друг и у тој момент го сменат на брзина и они ја Па издадат. не верувам дека тоа се Не, нормално. говори нешто да имаш сигурно. До сега не се со- десило такво нешто, Па, мислам. Не, да. не за тебе лично, туку Така, општо. не, општо викам не се десило, мислам дека не се десило такво нешто. Не се десило, мислам дека од аспект дека прво сложен производ, не можеш така едноставно. Зависи да, сега да. и до самите игри, нели? Не можеш така лесно да го направиш. Е сега, добро, види. Производи како на пример Cards Against Humanity, знам дека има на пример фейк онакви верзии, има што не се оригинал, на пример, Ја си имам купуваш играно фейк. така за 400 денари, не знам, 300 денари карти имаш. Ја купив од Jumbo fake IQ, што е она, што Тие како смарт онакви што се да. на кумот му купив, ја си купив од Голник. Кога отворивме тоа, боите сосема фигурите се тоа е работа, различни да. од ова Тоа е и работа, сега да. ми го кажам извини Нели, брат. Дженга има, да, Дженги да. фейк такви. Значи Ќе ти купам масално му не Тоа се работи што лесно можеш да ги ископираш и бутлек да направиш од нив и затоа можеш да ги продадеш. да, ама пак ќе кажам, еве, и тоа не е мал напор. Браво, Да, направи да, ги, што да така, кажам, да. не знам, направи ги, ако тебе ти одговара тој напор да го направиш, пак треба ти пари да дадеш, не дека си. нормално, така си. Така да, што знам, еве, мислам нас
како да кажам, еве и среќа и несреќа. Мене ако ако ни се деси игра да ни копираат, значи we made it, I guess. Така, Као, супер, Тоа бе. е јакото. Као, чим ни копираат игра, значи оваа игра се продала Добра е. виќе милиони, така Некој да. е слуштал, му текнало да ја смени и направил ново. Така. Тоа е буквално успех. Се продала во многу големи количини за да дојде до тој момент, претпознавам. Што да прашам, будлек се правите некад на некоја игра или? Не, мислам не сум правил зашо немам потреба прво, мислам има се види во индустријава има и некакви print and play games, тие се на пример исто Да, интересни. тие се фри на интернет. Како што има free games онлайн или Да. видео games што си прават луѓе, си прават и такви print and play. Тоа се кул ствари што можеш да си симнеш, си играш нешто кога ти фати око. Secret Hitler ја имам најдено на интернет. Да. И ја испринтов и никад не ја играв. И остана Не така. сум- Испринтано све направено и Не дека нешто не едноставно не сум стигнал. Сега ти на прашањето, колку на пример AI за дизајн би помогнало во правење на игра? Пак ти треба замислата за да влезе, Ти треба замислата за да влезе и не е само тоа, него може уартот некако поише да ти Не, помогне. ја би го посочил дали, например, give me an idea, ке ти даде идеја. Комбинира идеја со вака така и ги испаде нешто. сега ќе ти кажам дека денови баш го правам тој експеримент со ChatGPT. Пробувам такви работи, некои ги back and forth нели идеме. Да. И интересно е, као процес е интересен, али пак е нешто што ти треба да го смислиш од старт, значи не може сам нели да ти каже што како. И има некои лимити, граница до кај што може да иде, кај што треба едноставно човечки мозок да се активира и да ги реши тие проблеми што ти ги имаш како дизајнер. Така да не може све да ти направи AI, нели? Да. AI ќе ти даде идеја, некоја but that's about it, толку Да, е. да, Не стигаш до тоа и тоа е тоа. Не се Барем- финалниот производ. Апсолутно не. И барем до не знам, може би јас сум до таа стаза, не не знам како до интеракција со ChatGPT. Чисто онака како експеримент го пробувам, интересно е, ама не е онака пак мора да седнеш и ти да ја направиш. You have to do the Кога work. ќе размислиш од вака, треба ти да осмислиш ова за да му кажеш. Многу работи, да, многу работи. Но Но. мислам дека не би работело кога ќе дојде аспект на тестирање и правење од стратегија, пошто не ти ја кажува стратегијата. Например, Smallstar, не верувам дека може AI да ти го смисли да го Види, направи. не знам, значи тоа е исто Да, може би да. интересен експеримент чисто за AI да видиш дали онака без твоја интервенција колку може до кај може да отиде и да Да. смисли нешто и што ќе биде тоа. Пак предпоставувам дека AI тоа е пак истренирано на нели knowledge base и така натаму. Може ќе направи нешто слично како шах да речеме и така Да. пак е како да кажам деривација на нешто од претходно, which basically most of the games are као така. Ќе го расипаме ChatGPT. Да. Ќе го пугне ќе ти каже. Да. Али на пример за арт на пример што спомнам, ја лично не го разбирам моментот на револуција, дека се случува нешто арт ново, мање бла више. бла бла, нели све тоа нели прават луѓево. Али арт не би правил со AI, зашто Не, не. прво мене не, значи онака лично мене не ми се свига едноставно. Сум видел 100 артови AI што се Да. ниеден не ми е убав. Значи едноставно Сме го правиле Така. и муаветот. Значи не ми е убав, не ми е убав едноставно и преферирам да работам со луѓе што си цртаат Да, сами што си скроз, работат скроз, и си скроз. имаме ни артист што ни работи фул тајм, значи од Бразил дечкове си работи нонстоп на нашиве артчиња што ги правиме во играта. Си работи девојка една исто што имаме што работи, она исто артист знае, сам работи и она некогаш. Ако нешто некогаш нели работиме и со други артисти, Така. едноставно ми е тој момент на човек некој ќе го направи, ова ми е сосема доволно мене и плюс поише кога цениш да кажам тоа него ли така. И мислам и јас самиот себе си нели што тргам од тоа дека јас сум графички дизајнер плюс и многу од работите ја ги ја мрачно направено, што знаеш, AI, окей, го разбира моментот, можеби стварно може да ти помогне и дури и во арт, да ти конципира, пак се враќаме на моментот, ќе ми ја даде идејата на крај крајава. Стај ми таму, направи ми 10 идеи, па нешто ќе видам, ама пак финал резултат ја морам да го направам, нели не. Пошто баш Smallstar се ја видов, треба стратегија тука да направиш нешто. Не може AI да ти го направи кога не е ни доволно истренирано до тој степен да влезе математички некој Интересен, интересно е прашањето затоа што пази. Трни стратегија на страна нели се тоа, што е игра уствари. Така Да. за да се враќаме на фундаментални прашања, what is a game, што е игра?
сет на правила на пример, така можеш така да ја дефинираш, сет на правила кои што играчите треба да го почитуваат за да има Так. некој производ од тоа. Што и да е, нели? Дали ќе добиам поени на крај или ќе има еден победник или нема никој да победи или така. И сега тоа е малце фундаментални онакви се прашања кога да кажам што можеш да му ги поставиш на AI можеби он да ти направи некој set of rules што можеби тебе нема да ти има смисла направо, може ќе имаат ако ја изиграш, ќе имаат смисла, ама пак мислам дека му фали оној момент на како да кажем На човечки ум. човечки ум едноставно, убаво да, и момент на знам што сакаат луѓе, знам што не сакаат, ме разбираш? Така да навлезеш малку у психологијата на стварите и дека не. човечкото, пошто знам луѓето што сакаат. AI не знае што сака човек. Ој AI е истрениран Знаеш што е што битно? му се кажало што сака. Знаеш што е битно? Ми се свига кога навлегов му малето, ама ми е битно е ова. Ти што сакаш исто е битно. тоа, Како да, човек, да. ти си човек и ти ќе кажеш што сакаш, така. Така. И тука е многу битно, ако ти знаеш што сакаш, и ако речеш, слушај, јас сакам самурај игри, многу ми се кул, значи многу е веројатноста голема дека и многу други луѓе ги сакаат таквите игри Така како е. тебе и нели го делат истото мислење и она се враќаме на моментот идеш у заедница кај што делите мислења, нели и така натаму. Така да и тоа е можеби дури некогаш барем у креативни индустрии најважно да направам ја нешто што ми се свија. Прво, затоа што ако мене ми се свија, гарантирано е дека ќе им се свиѓа и на не мора на сите, ама на голем дел од луѓето или Да, на да. X луѓе, нели. И тоа е онака барем еве дел од мојата, да кажам, зашто јас правам вакви работи, игри, и сум правил и музика претходно и све тоа било зашто мене ми се допаѓал. Што јас сакам да направам нешто што мене ми се свиѓа. И од тука трга целата работа Да понатаму. створам нешто што ќе остане, што може некој да го види, да го допре, да го слушне. А, I don't know, не знам дали е. Мојот Така. порив не е Да, тоа да, дека да. ја ќе створам, ќе направам нешто. Сега повеќе во последниот период е actually бизнис компанија, нели, сакам да изградам компанија, очигледно, ама она basically креативноста мене од кај ми е дека I want the process, процесот ми е најакот. Така да и затоа го правам ова што го правам и сум правил и музика претходно, игри сега. Убаво што го кажа ова, пошто следното прашање ми беше малку да влеземе у Аркона како тим, колку луѓе сте и Така. дали имате канцеларии посебни. Да. И може би малку сурово прашање, ама дали ви е daily job ова? Да. Не е сурово прашање воопште, значи daily job, да, мене ми е веќе со години наназад. Не сакам да кажам дали се живее од Да, прави, ето. апсолутно мислам, тоа е, ние си имаме компанија, Ако си посетен брат, но си ти имаме може и извини што ќе те Не. прекинам. И со Тео го правевме минатата емисија Муабето, така може YouTube да ти е daily job, да идеш и да снимаш ти видеа и да закачуваш и да ги едитираш, може и тоа да ти е daily job. А ако си заработуваш Да, затоа да прашавме да кажеш прашав за друштвени игри, Добро. посебно за Аркона како е. Да, значи во Аркона сега во моментов сме, ако добро бројам, мислам дека сме, кажам 12 луѓе. Значи имаме двајца графички дизајнери, тројца девелопери, ние, нели јас, партнерот мој и жена му. Сме тука, што имаме друго, имаме маркетинг, нели што ни работат луѓе и така натаму, значи имаме луѓе што нели си работат у посебни департменти и така натаму. 12 луѓе не се многу, нели кој ќе речеш, ама за board game компанија па и не е малце според мене. Звучи големо, Да. голем ко студио. Да, и тоа си е за нас daily job, значи си го работиме ние како daily job и си го така и си го третираме сите, нели? Си доаѓаат луѓе на работа, си правиме состаноци во врска со игрите, се договараат таскови, се договараат работи што ќе се работат неделава, секоја недела нели имаме митинг. Понатаму нели по потреба се договараме, оваа игра вака у таа насока ќе иде тоа, секој нели што му е работата дава некаков удел, значи сите си даваат нели својот удел си го даваат и понатаму тече работата и си се создаваат игрите, значи. И мене идејата ми била од секогаш, мислам, од кога почнав јас со Аркона, мене идејата ми беше пошто јас можам сам да правам, еве сум правил сам игри и it's okay, it's fun, нели? Супер е. Ама ако сакаш прво да си поуспешен во издаваштвото делот, а после мислам и како сама компанија, нели? Сепак ти требаат повеќе луѓе, не можеш све сам да направиш.
Или можеш све сам, нели, кога преска ме праша на почетокот, колку време ми треба, нели, игра да направам, па да, 20 години ако сакаш сам да ја правиш, и ако сакаш не знам колку да ја направиш. Не знам, таков пример ми е ова Manor Lords, не знам, Steam, нели, колку милиони копии продаде и така натаму. Дечкото си ја правил 10 години. Супер, браво, ако сакаш тоа така да го правиш. Исто и тоа е начин, ама треба да направиш стварно нешто или на крајот на денот и да не биде ништо, ако тебе ти било окей, валјда, нели, да не си трошал пари, барем не знам колку, не знам какви пари, нели, да си дал. Иначе да, си имаме тим, си имаме канцеларија, си работиме, нели, секој ден. Тоа е, ние не знам, мислам на тој начин функционираме. Не знам, 6 сати работиме дневно, исто тоа ми е онака на некој начин и на мене и на многу, се надам и на луѓето и мене супер зашо. Ти последните тие 2 сати реално Доста попродуктивни, значи не се еднакво и попродуктивни сме, дури и поише, апсолутно мислам можам слободно да кажам, него да си 8 сати у денот. Баш поради тоа што викаш не ти се работи, вака ќе се осетам ја најчесто се осекам, леле не сум доработил, треба да идам, значи треба да си одам сега, не сум доработил уште, ама окей, ајде ќе оставам за утре или пошто е мој бизнис, па ја си работам и вечерта и така натаму. Сонувам за тоа. Од 8 до кога му дојде до 2. Не мора и од 9. Од 9 до 3 смени е Од така. 9 до 3. Да. Но, нема. Меракот. Можеш и Супер, нема ни гужва на работа, кога идеш нема ни гужва кога се враќаш. Се надам. Има веќе у 3 почнува, ама не е толку Ама страшно не е како као 4,5. 4,5 Да. е она 4 хардкор Скопје. На она Нема преска кога доаѓав, леле, цела таква колона на Да, јас коли знам. немам видено. Спомнам 12 души, што реално за друштвени игри кога ги кажеш, звучи како многу голем тим. Колку е спореба на пример со некои други студија што ги знаеш од светот, не од па не не од локација. па види, има и големи студија да кажам што се познати паблишери што работат долго време, па се под прилика таа бројка, значи Да. 10 на 15 луѓе, нели? Се е зависно од тоа што има идејата и што ти е тебе идејата како компанија што сакаш да постигнеш, Така. нели? Можеби ќе работиш проект некој еден девелопер ќе го работи или дизајнер ќе работи играта, па ќе работи со артист и графички дизајнер што не се во компанијата, ќе нели контракт ќе им даеш 3 месеци нека работат, толку доста е, на пример. Зависи од целта што ти е како сакаш, нели, да тераш компанијата и проектите што ги работите, нели. Така да, не знам, сега знам и за компании што има по 400 луѓе board games компании, значи има стварно такви компании. Ама Тие се огромни, има Ама не работат на 1 до 2 игри, работат апсолутно, на значи работат на Два, многу и да. луѓето што се таму, да, работат многу работи што нели не се ти за тие 400 луѓе треба да имаш 10 луѓе HR на пример или не знам, петорица, не знам колку. Само тоа, нели. Кај се тие администрации и така натаму, нели. Така да генерално тоа е. Што знам, нашата цел е барем тоа ние што сакаме да го постигнеме, дај Боже, нели, да растеме уште, значи сакаме уште луѓе, нели, сакаме уште проекти да имаме. Затоа што еве, во моментов капацитетот ни е тој што ни е и можеме на пример, не знам, 2-3 проекти годишно да создаваме, да правиме, значи 2-3 игри годишно да пласираме на Kickstarter ако ништо друго. Сега о том потом понатаму дај Боже, нели, да идејата ни е барем да растеме повеќе, да можеме повеќе игри, повеќе проекти паралелно да течат, нели, да работат повеќе луѓе да си работат на една работа, другите на друга работа и така натаму. Сега во моментов сме малце микст, нели, секој на секаде што се вика скоро. Не баш, иако сме малце поделени, ама така едноставно, така би се работело за понатаму барем. Тоа е планот. Ќе видиме. И имаш ли ти или како тим некое гейм, мислам, board game студио кој што онака, ево, вие дечки газат, растураат, секој проект има мераци. Значи има компании кои што си фатиле некој пат што стварно е за пофалба, нели, како го стигнале до таму и така натаму, значи има такви компании. Што знам вака сега from the top of my head, не ми текна искрено конкретно некој, ама знаеш, треба за некои работи исто да направиш правилни потези некојаш. Има нека буквално, мислам клише, ама среќа да се најдеш у вистинско место на вистинско време, да. Значи клише, ама знам тоа е така е стварно некојаш. Така е стварно. И едноставно некои од тие компании, мојата претпоставка и тоа што го знаме така дека тргнале кон тој пат, што е супер, нели?
Пошто и они почнале од негде и почнале од негде апсолутно, да. Сега кај нас ние на пример ја како си го имаме класифицирано нашиот, да кажам, пат е малце по-грајндерски, ние го имаме стигнато до овој дел сега кај што сме. Значи си грајндавме годиниве наназад за да стигнеме до делот кај што сме сега. Не ни биле, нас првиот проект не ни беше $500,000 или милион или 200,000. Нас ни беше $25,000, 20, не знам, амерички ако рачунаш како и да е. Така, следниот проект не ни беше, пак ќе кажам, да, следниот проект не ни беше 100,000 или 200 или 500,000. Тука ни беше $30,000 следниот проект. И на лека по лека, дел по дел си го градевме ова што сме си го изградиле сега и не можам да кажам, мислам да супер, секој би сакал нели првата кампања да му е $1,000,000 и одма да отвори студио и не знам што, ама јас сум благодарен на се до сега што сме постигнале и looking back си викам супер и може и добро е вака затоа што многу од работите сме ги поставувале со текот на времето за да стигнеме до некој дел кај што ќе направиме уште поуспешна компанија, вајда, не знам. Значи сам идејата е тоа, нели? Дај Боже. Колку работиме? Македонци, да кажам, што не се многу запознаени со board games, ве знаат као ве знаат ли доста во Македонија или сте чисто онака, да кажам, од луѓе што не збора, за луѓе што се занимаваат со board games и со такви ствари. Така. Ве знаат скроз, тоа нема муабет, него не да кажам просечен македонец, дали ти си има десено да дојде да каже чекај ти Милан си што правиш игри? Па што знам, види интересно прашање, пак се сведува на моментот на колку луѓе се стварно запознаени во индустријава со игри, нели? Мислам дека просечен македонец не знае, валјда, не знам, мислам, моја претпоставка. Ама да, можам да кажам слободно за луѓе овие што викаш што се во самото хоби, дека па и таму може не знаат, не викам дека не знаат, ама ете, ако нешто се расчуло муабет и така натаму, сигурно нешто луѓе некој му го преформулирам прашањето. Може и ја не го постив као што. Да, не знам ја нешто дали свати покажа. Фамилија седи дома у недела. И сите на телефон се. Добро. И еден родител ќе каже, дај бе се собереме да играме нешто. Му треба друштвена игра. Дали таа фамилија би рекла, бе, дај имам нешто во Македонија што се Да, така нека биде, да. Океј, да, те разбирам, ама јас знаеш како сега како го гледам на тоа, гледам кој му е сега да тој човек кој му е knowledge-от знаењето за што се случува со игриве, нели? Да. Пошто ова е длабоко треба да навлезеш во хобито за да знаеш дека постојат македонци, има овие работат, овие игри постојат, овие. Значи оние игрите basic што се, нели, што ги збориме Монопол, Лутица човече, тоа е човек што ќе му текне на друштвена игра дома, не, зборам човек што не видел ништо друго дека постои. Така да претпоставам дека нема да им текне дали има македонска игра или не знам што. Претпоставам дека нема да им текне на луѓето тоа. И нели трга од тоа, ајде не Лутица човече ќе играме, Макао ќе играме со карти, нешто и така натаму. Супер ако им текне да разгледаат, нели, ама. Пуцај, твои 5 најбољи друштвени игри. Како тешко прашање ми постави вака. Смолстар, Рома. На толку муаве. Да. Така е. Не, види, многу тешко да дефинирам стварно, не знам, некако можеби, ако ќе пробам да направам листа, ама ќе биде микс можеби од као највлијателни игри и добри успад, некако така, не знам. Twilight Imperium е можеби една од тие као. Да, иако ти викам, значи толку време не сум играл што онака џабе ја ставам таму на листата. Немам време. Што имам друго играно вака што многу ми се свиѓа, значи ми е ајде да кажам Агрикола имаме утепано од играње. Со овчичките. Со фармата што си правиш, да. Па добра, Агрикола е една од игрите што така хобиво го однеса можеби натаму таа насока да малце се развиваат повеќе по-комплицирани игри така натаму, иако не беше можеби првата. Катан, нели, мислам, ја Катан немам играно асално никогаш. Тоа е исто многу битен момент. Ја утепав од игра. Катан ја немам играно асално никогаш. Некако сум почнал со, не знам, со други игри во време, Катан не сум ја чепнал. Ние на пример, Јас сите ги заразив у околина со Катан. Како што ја земав, сите ја купија, после тоа играта. Тоа е, го има тој апил на таква игра кај што
така ги викаат во индустријава тие, да кажам, gateway games или она да те внесе во хобито практично. Да. Имало нешто боле од Monopoly или од Да. она така. И Од ризик. да, од риск. Еве риск ја кажам е така една од моите најомилени игри, пошто сакам такви игри со еве очигледно со борба со територии и така натаму. Што знам, тешко прашање многу. Генерално сум за стратегии, генерално, ама има игри што не се стратегии што ми се многу добри. Стварно вака не можам нема шанси да ми текне за со. Или текне полицата што Абе идеш дома. колку многу игри има таа нема шанси да ми текне, нема шанси. Али да разгледам можеби така, па така ќе кажам според. И ова е добро. Ова. Чекај, оваа беше добра, да. И оваа колку беше добра. Не можеш да се одлучиш. И тоа е пак до расположение. Ми си игра сега ваква игра, таква ќе земам, таа ќе играм за разлика од другава. Има генерално многу иновативни игри. Еве, што не е толку баш board game колку што е, да кажам, гора не се рачуна ваков класичен board game кај што нели играш нели еден против друг и така натаму, ама Unlock на пример многу ми се свија. Не знам дали ја знаете Unlock. Мислам дека имам. Unlock се е дек од карти со практично нонстоп секоја година излагаат нови декчиња. Едно декче ствари escape room е тоа. Самиот дек од Знам за кој леле. самиот дек карти е escape room и ти треба да Екзит како екзите, Така. само за мене барем многу боле Unlock е многу боле. Се игра со апликација исто. И мораш секогаш со апликација да играш играта, Ама таа еднаш си игра. еднаш ја играш, ама толку е многу интересно тој саа време што ќе го изиграш, значи ја и жена ми играме цело време тоа. Онака, ако нешто играме заедно, тоа го играме. Што одлучи еднаш. Едно. Па едно сценарио е, декот го поминуваш и после го знаеш сценариото, значи знаеш што Знаеш, се случува и да. заврши, не ти е интересно. Нема поента да го играш пак. Ја донесува као мистерија, као убиство, беше и таа еднаш се игра, дека ти е така, као така. пликој ти го отвараш, ти си карактерот тој, за Добро тој. мори такве да имаш тоа што. Има, ама многу се добри, многу се добро направени, приказните се добро направени, темите интересни се од, не знам, Шерлок Холмс до Вселена, еве нешто се случило во Вселена нешто или не знам, во игра си заробен, такви некои фанки ствари се дешаваат. И многу е, онака, таа е ми една од помилените, сам игри што постојат ми е таа затоа што ептено нека фан експириенс добиваш од нешто што е многу едноставно од дек од карти, нели. Ама многу треба да мислиш, чекај се ова, чекај се ова, можам да го спојам со ова. Треба да се снајдеш буквално за да и секогаш се игра на тајмер, нели? Тајмерот ти откуцува кој escape room, нели? Мораш за 60 минути на пример да го решиш. Така, тоа е вака едно од Да превршуваме полека, битно прашање. Ја сакам малце да ни кога ќе заврши Марио со прашањата, да игра да ни ја поеш дека ни кажа најбрза е за учење ова. ќе ви покажам, не е проблем. Супер, Не е таму. проблем. Дали Аркона спрема нешто и може да се каже ексклузивно? Вака, Пецо камера, гости, плиз. види, 4 очи. па види, спремаме, нонстоп има некои работи у позадина што се случуваат. Во моментов еве ги виде и Огнен ги виде тие Great Harbor и Unknown Seas се наредните две игри што ќе ги издадеме нареднава година. Тоа се практично што ги спремаме веќе некое време. Со пирати? Да, ама ова, гледа се, Great Harbor е пирати, ама не во пиратско време, не такво пиратско време, него уствари во светот на Магна Рома, значи светот на Римска империја, правите своја колонија на Медитеран, трейдате ресурси, интересна механика и тука на моментот што го зборивме со коцките, коцките различно се играат тука малце. Интересно е како ги играш коцките. Таа е следна, после тоа има Unknown Seas, таа уствари ни е во светот на Пест практично. И што се случува после Пест заразава, нели, се случило таа плейгот и така натаму. Малце го решаваат, нели, во Пест го решаваат играчите, малце се смирува ја градат империјата, што понатаму, нели, таа игра е малце после тоа ни открива како се вика, што се случува тематски, да кажам барем. Наоѓаат нови острови, ги истражуваат и така натаму. Друго вака меѓувреме што се случува е многу други работи што еве ја ги правам некогаш у позадина. Имам работам на игри нонстоп нешто. Кога можам и кога имам време. Се надевам дека нешто во ќе продолжам да правам во некоја ваква форма Small Empire, сакам да имаме нешто. Дали си размислувал за Ќе card видиме. games да правиш? Card games Или не ти се као предизвик? нема врска, не е тоа дали е предизвик или не, него едноставно
не ми отишол умот натаму као да Аха. размислувам у таа тема. Значи ние што правиме исто како компанија е всушност уствари добиваме submissions, game submissions. Значи дизајнери што не ќе да ја прави сам овој цел Да. макотрпен пат на издавање на игра да го помине сам, ги праќа игрите кон различни паблишери. И тоа е онаа начинот еден се враќам пак на едно од првите прашања што беше како ако нема Kickstarter, што правиш? Праќаш на паблишери игри и ако им се свиѓа играта, ќе ти речат сакаме да ја подпишеме играва и да ја издадеме ние играта. Сега ти како паблишер имаш тука малце фора да направиш други некои избори околу играта, дали вака ќе се игра, дали така ќе се игра, али генерално идејата за играта е битна, да ми дадеш добра идеја за што која што прво работи и второ ќе мислам дека може добро да се продава. Така да еве конкретно за card games, не знам ако улета некој card game да направи некој супер многу интересен што не сме виделе нешто интересно ново да е, а е интересно за играње, можеби и така ќе издадеме нешто. Конкретно card game, нели? Имам една идеја за каргем. Имам и име дури. Макао. Значи ги и си- шпил од 52 карти. Не, значи, ја знаеш и ти идејата? Да. Значи, Сега ми шпил од техна 52 нешто така ми светна. Какао. Какао. Какао, да. Истите карти, ама какао ќе има на нив нацртано. Така да. Као макао. Као Макао, ја. Так. Што знаеш да научиш да играш? Да, сакав да ми објасни од човекот што е измислил играта, како се игра играта. Чекај малце сега, вие како го правиме више тоа, ајде да го направиме кој што треба. Да. Пецо камера доле, брат. Ево вака се. Овие ќе ги тргнеме на страна. Не, остаje другото. Така. Ова треба да си е вака. Има ли врска ова 4 баш што пише овде? Не, во моментов нема никакво. Добро. Тоа е кој деление си? Чекај само да. Чекај вака да го ставам ова да се слушаме боле. Така. Што е финтата сега тука? Чека овие? Овие стави го ова тука, толку. Стави тука ти 4 твои плави. Стави ми тука мене 4 црвени. Таму. Така. Каков кадар, леле. Кај е кадарот? Да, добар, одличен кадар. И за Марио или ти ќе Не, јас сам да гледам. Далеку си. Добро. Накратко само. Што е поентата? Добро. Мрдам една од моите ракети, Добро. права линија, колку што можам, колку што сакам уствари. Се додека, значи, не ме блокира твоите системи. Ова се звездени системи што сакаме да ги колонизираме. Можам да идам и до овде да додам. Можеш, така, направо. апсолутно, Добро. да. Да. И еве сега на пример што ќе направам. Прв пат ќе ми биде мене, на пример јас ќе дојдам овде и ќе ставам еден град тука. Ти си нар. Аха. Добро, еве ја. Што е поентата? Сакаш очигледно сакаш тројките да ги добиваш. Тие се највредни во поени. Еве сега ќе ти дадам вакво. Така. Сега ти имаш, еве вака сега тука ќе го ставиме ова за поени. Јас имам кај ми е 2 поени, ти имаш 3 поени. Така. И вака ги гледаме поените. Пецо, можеш Аха. може за зум? Се гледа? Малце зум, пецо, Малку зум. 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 Добро. Така. Супер. Можеш и да навалиш малце. Не, на друга страна, доле малце. Не може да. Така. така. Одлично, супер. Браво. Шо? Бе, пецо, бе. Ти заврши со твојот потек, Да. сега јас сум наред. Чекај, добро. Доаѓам Хем, тука. хем. 3 Аха, поени. 3. 1, 2, Добро. 3. Сега што е работа? Ти не можеш преку мене да идеш овде више. Овде да, ама Да. овде Таму можеш, Е, точно. па, овде Точно. ќе дам. Таму ќе дојдеш нормално. Еве ти што 3 поени ќе си земеш. Сега сум јас наред. Сега на пример можам ова да оставам, ќе идам со на пример, можам преку своите да идам, тоа е исто битно. Ќе дојдам на пример, еве овде ќе дојдам. Ако фалиш шеска, уште еднаш можеш да играш. Да, Не. само ако најдеш коцка. Сега сум јас, така. Ти си сега наред. Искам тука, уствари чек. Не знам дали има везе дали ќе го движам ова или ќе зијам од овде. Па сега има везе зашто ова ќе ти даде после можност да идеш навака, ако го однесеш таму, овде нема да можеш да движиш. Ама ова кога го однесеш, е боле. Не, ако донесам овде, после може да се вратам тука. Со овој? Да. Па не можеш, не е права линија. Аха. А не можеш да се вратиш на твоето поле кај што си бил претходно. Аха. Што е финтата, да. Мораш секогаш да идеш на поле што не е отишол никој и да ставиш кратче таму. Така. Така уште 3 поена, 1, 2, 3. Чекај. Градче, Да, не? градче. Да. Или дај ми ги Чекај, сега ќе ти ги понов. играчињата. Буквално се случи ова за една минута. Еве толку така. Еве ти. Готово.
Ова шах, човеч. Затоа ви Абе, спомнав. споредба, Не, ама споредбата, левелот на она правила колку има, ја така ќе кажувам на луѓе зашто најлесно ми е да сваќаат кога ќе им кажеш левел шах правила, Да, знаат да. што е зашто е стварно така. Дури полесно, у шах имаш различни Е, фигури. ја нели? не знам шах да играм. Така. Озбилно? Сега ќе направиме вака. Тука ќе дам. 3 поена. 3. едно по едно ќе се Едно играва. по едно, така е. Ле. 1, 2, 3. Јас ќе дојдам тука на ова. Ми го земај, ова го пикирав. 1, 2, 3. Тука не знам дали знаеш, оние има направено играва. Знаеш најако? Ако губа му играва. Чи многу, она 70% губа му играва. Аха. Без разлика што имам направено. Со многу луѓе што сум играл, сум губел. Сега, например, што е интересно, кај можам да те блокирам. Сега, Две. најбейсик, да, извини, не ти стев поени. 15. Овде. А, Едва. да. Најбейсик варијанта играме во моментов, значи тоа е исто битно да се знае. Ево како ќе правам тука. 1, 2. Градче. Еден, два. Чекај да видиме сега што може да направиме. Ова да го земе. Еве тука. 1, 2. Тоа е, гледаш каде да блокираш, каде нели да ми земеш мене пред нос што се вика поени. Не можеш секогаш тоа да го направиш. Не можам да дојам овде. Не со можеш ова така дека лесно. не ми Можеш прави, на пример да. тука па тука после така. Ама јас Да. на пример можам да ти го видам потегов и ќе си дојам тука на пример са. Не. Пример. Овде го ставам. Да. Ајде. Еве, ти два значи таму. Еве два. Ја еве ќе. Тоа е тука. Четворица на мапа. О, бра, знаеш што е ова со... Само се додаваат тука нови овакви и си се Мгм. дешава истото практично. Кам најбейсик верзијата играме, на пример овие се исто битни. Што оваа верзија се вакви коцкички пошто прототип не е, иначе поубави треба да изгледаат. Овие се ствари trading stations ги викаме. Можам да дојам на пример сега тука да го ставам тоа сега. Еве ќе ти направам повизуелно. Тука. Освен што ќе ми даде поен за ова, ќе ми даде поени за сите негови околу него. Оу, ја. Така не. Чекај. Ако пример да речеме сега, јас мојава го ставам овде и ставам... Не за твоите, за моите. Значи треба до мој да го ставаш. Разбираш? Аха, до твој. Готово, сватив. Значи ако доеш на пример тука го ставиш, Готово. ќе добиеш за моите поени. Аха. Сакаш да се пикаш кај мене. јако. Трговија развиваме. А ако го ставам овде овака, Е, така, стај таму, имам еве, од стај тебе едно. од тука и од тука. Еве го, да. И Ама сега не можам. можеш. Можам. А. Можеш преку твој. Значи сега имам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не, овие само, овие ги броиш. 1, 2, А. 3 ќе имаш. Аха. Тие се бројат само. Колку градчиња има околу тебе? А и за ова што... Тоа ти дадов поен, виш. 1 и 3. На крај, затоа што може да се случи овде после да ставам, ќе имаш поише поени, сваќаш. Аха. На крај ќе овде, ги видиме ако тие. Да. Немаш ништо. Да, на крај ќе ги видиме тие. Еве, затоа ти го објаснив тоа, пошто и тоа е битно. Добро. Еве, гледај сега, на пример, јас ќе дојдам. Еве овде ќе дојдам вака два поени. Како? А што значат овие? Тие се собираат во сетови. Ако имам едно вакво, 2 поена. Ако имам 2 црвени, 5 поена. Ако имам 3 црвени, 7 поена. Сакаш ти ги имаш поише од една боја практично. И има 3 бои само. Ајде оги. Чего мислам се. Кога да се замисли. А добивам некои поени јас од ова сега што? Тоа два, да. Не, на крај ги гледаме тие, затоа што и тие може зависно од тоа што ќе имаш на крај. Аха. На крај ќе ги пресметаме тие поени. Гледај сега тука како ми направи џепче, одлично. И си ставаме на ваква. И ќе имаме еден поен плюс овие 4. Е моментот сега. Ја го загледање, не па... Ама и така е, знаеш, брзо и многу добра игричка е според мене за турнири да правиш. Значи сме правеле турнири, и да, ете гледаш. Сме правеле турнири и многу е интересно, онака пошто брзо се игра и можеш за 15 минути да завршиш партија. За компетит- турнир. За саат и цел турнир. Кај да идеме са? Чекај да видиме са кај ќе идеме стои. Да е нешто ока интересно. Не ќам таму. Може би сакам, еве, тука ќе дам устар.
Готово више се како играш, ти се трошат шансите и нели ослабнуваат по линијата, ама пак со овие на пример исто можеш да направиш јако да ти е со станиците. Мртва тишина. Го замисли, Се не, замисли овие. Луѓето ќе речат тука ли се овие, уште ли се? Снимаат ли? Има Што ли е се работа? дешава ли нешто? Што е Ќе работа? влезу играта. Ајде кажи што мислиш еве вака ти Чекај, како не, се како- мислам дали кецо и овде, ама овде немам двојка као да фатам. Овде двојка немам као да фатам. Гледам шо кај да фатам поише Тоа поенчиња. е секогаш да. Ама сега некако немам, овде сум ставил, значи ќе оставам тука ова. Тоа ти е добар потек, да. Пошто ќе ти бидат повредни сега тие. Да. Го искина овие. Да, точно. Еве јас ќе дојдам тука. Тоа. 1, 2. Ти си. Овие утепа галаксијата, Знаеш што? ајде, бе. Не, чекам од се. Стај бе, ти чекам од се, тука ќе дојдам. Еден. 1. Еве го. Добро, јас сум значи кај сакав јас да дојдам, овде сакав да дојдам вако една ќе ставам. Дојдам еден поен. Прц ми овој сега ти Не ќе дојдам овде, ама сега ја сите три плави ги Сите имам. три ги имаш точно. И поврти шеска. Да, видиш што ќе се Да решам. Да решавам утакмицата. Што ќе правиме сега? Ништо ќе Кога ме престигна бе Да, по ове, поени? Тешко знаеш што од почеток. До ствари не добивам сега поени. Добро. Максимум 50. Да, ама може да сврти, поише да има. Значи 49, 50 и пак продолжува 51, 52, 53. Да, ама У експанзиите се случува да идеш поише поени. Добро, еден. Ставив. А си стај, добро. Да. Ова ќе го земеме. Добро. Двојче. Добро, да. како поише иде, посликовито. Така. Чекај се само да видам, стој. Гледам дека ти имаш едно екстра овакво, да видам дали... Имам уште едно А кај имаш уште тебе едно да таму. видам, не да не се измешани некако поише компоненти, кој да ми фали нешто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Чекај, ако ви снема крупчиња? Да, тоа е поентата, така завршува играта, ама изгледа тука ми фала оваа кутија. Така да, не орска ќе доиграме уште една ќе Ќе изиграме. земам со зелено, ќе продолжам и тоа. Не, мене ми фалат. Нема вeze. па земи некој таму жолто или зелено некој. Нема, тука ќе дам. Ова ќе си да. Еве уште две имам. Ки ти снема керозин, ајде. Да. Си мислам што да играм овде, само овде можам да го играм ова и тука. Да, можеш и таму. Ова можам само тука да го играм, ова можам вака да го играм. Не можеш вака? Не можам така, да, вака Натека кај ќе одиш што? нигде. Тука едино можам да го ставам. И шо? Ништо. Ништо да гледај вака поенчиња, не знам или. Не, па тоа гледам едно поенче да си керам тука. Да, пример или овие да ги ставиш ти се битни исто. Овие. Тие да, овде две. Чекав да си имал да. некако екстра. Тоа. Да, Рачи, ето. Да. Значи, еве јас ќе дам тука едно ќе ставам такова. Упс. Ево. Ти си? А чекај, ако дојам сега овде ставам овакво, ти имаш ово. Дали ќе си се бројат, ова ќе си Као број за едно? твоите? Да. Добро. Еве јас ќе дам, тука ми е последниот потек мене и ти имаш уште едно. Еве да речеме така ќе изиграме уште едно, имаш ти и тоа па шо. Добро, ајде, ево. Така. Ајде ги, еве значи уште еден поен си добил и сега ги добројуваме поените од овие. Значи вакви имаш 1 2 3, тоа ти се 7 поена. 1 2 3 4 5 6 7. Од другиве бои имаш нешто? Немаш. Имам црвено црвено. едно имаш. 1 2 и од станициве твои. Значи за оваа имаш 1 2 3 4. За оваа имаш 5 6, за оваа 7 8 и за оваа 9 10 11. Што не е лошо. Еве ти 1, еве ти уште 10. 44 поени. Јас имам за овие 1 2, тоа се 5. И за оваа уште 2 7. Така? 7 поени.
Значи тоа за 34. За оваа станица имаме 1, 2, 3. За оваа 4, 5, 6. За оваа 7, 8, 9. За оваа 10, 11, 12, 13, 14. Значи 14 срце удари 10. доби у момент. 48. Вака завршив. 48 спрема 44 поени. Па добар сум за Не е прва. лошо. За прва Пушти сум рука тука не е лошо. сум Одлично е. одличен. И оваа ќе си ја купам. Купија, дај му ше сега пари извадим. Не, Во Гоблин, во Прототипот Гоблин. купи. во Гоблин, во Прототипот. Гоблин, во Гоблин. Во Гоблин си Убаво имаш. работи Гоблин. Да. Имаш онлайн, можеш да си нарачаш сега од Гоблин. Таман утре ќе ти стигне. Ништо ги дојде, интересно. вамо ја играм самурајов се. Ова Не, не не, како, завршено, ова е не, малце знам, пост. знам. Сум ја играл, знам дека е одпремено пола сат за да ја укапираш што треба правиш, па после ќе треба да играш. Пецо има време и за поса, не само што легна да спија. Сакаш да ја играш? Не, ќе играме друго. Добро. Па ништо, тоа е тоа. Ако Дечки. сакаш од таа камера, промоција, што правите, како правите? Ништо, добри сме, све е супер. Фала на прашање. Не, ништо дечки, стварно, фала ви на супер буабет што си направивме, баш ми беше мило. Кога сакате слободно, ако сакате пак ќе си правиме муабет, дали овде, дали на друго место, како било. Фала ви штеднаш на времето што ме викнавте, баш ми беше мило, што споделив, успеав да споделам. Ако некој има нешто прашања од други поврзани со што се случува нели во индустријата и како компанија што правиме, слободно може да не Arcona прашате Games. Arcona Games на social media, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, све, да. We would appreciate a follow. Исто така што би сакал да додадам нешто што сакав да го спомнам уствари преска само на кратко, ќе ви земам уште една минута. Ние сме, пак ќе кажам, јас сум почнал од, да кажам, од заедницата на друштвени игри, луѓе што играле тука и сега јас на некој начин сум се осеќам дел од таа заедница, нели? И се надевам дека еве во иднина понатаму и Arcona Games малце поише ќе може да даде придонес назад кон заедницата. Нели да направиме, сакам да правиме некои поинтересни настани и да почнеме да играме повеќе и од нашите игри, од игрите ние што ги имаме во колекција или кој било, нели? Едноставно повеќе дружби да има. И тоа е валјда идејата на игрите, тоа сакаме да го продолжиме само тоа буквално. Као Games Day што беше. Да, пред колку месец дена кога беше. Да. Точно така. Така да ќе видиме чисто Се е. договоривме уствари за Тоа точно, таму се договоривме за подкастов за и гостувањето. ти викаш ексклузивно, што е ексклузивно, тоа е нешто што сакам да го спремиме и го спремаме у позадина, се надевам дека ќе биде кај да е, значи такво нешто. Така да, супер. Фала ви уште еднаш. Фала ти на тебе што дојде. Марио, има таа чест да ја одјавиш оваа епизода. Јас се фиде одјавиш сум со камерата на А вака. пак ли? Не, се виткам пак, па не знам. Ништо дечки, фала многу стварно што гледавте. Многу нас ни е драго што правиме неколку епизоди за Да си друштвени поеме, игри. И толку Анимација. анимација. Не, ќе продолжиме со промоција на уште Final Frontier ни остана колку што знам за Да, правење и- игри, не знам некои други што прават само вие Final Тука се кај нас само не е Final Frontier. Frontier. Да. Ништо дечки, тоа е тоа. Шо бе Пецо? Опа! Каков кадар, е. Убав кадар. Со кошулјче, кадар кошулја се. Зум, фала ви многу што гледавте, чекав директно у камера, ќе гледам вака Пецо ќе фала многу на Милан од Arcona Games што ни дојде, што ни прикажам све ова што имаше. Следен гости не знаеме се уште кој ни е и Пецо можеш да изгасиш у секој момент, фала ви.